Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода број 77. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Зашто се насмеа на интрото? Шо смешка да фатиш? Не бе онака брат. Знаеш дека у трета сезона почнав да го утинјам интрото, да се здткувам на самиот почеток од емисијата. А со сега вака кога се ги слушам емисиите назад дека и некаде се здткувам и поише од што треба. Лава. Али знаеш како е онака од сабајле станат. Немам секад време да се расонам, немам секад време да јадам. Не ми прија секато на станување у вторник или у среда у 9 и у 10. Али тука сме, ден покасно снимаме у среда, така да знаете зашто емисија излага малце покасно од вообичаено. Се надеваме дека брзо ќе се експортира и ќе се закачи на интернет, што најтешко е дел од работата уствари, и што зима најмногу време и ќе биде достапно за гледање у среда, кој што правиме цела сезона и добро ни иде за сега. Така да снимам у среда, бидејќи го замолив Трајче да снимаме у среда. Вчера не бев доволно спремен за снимање, бидејќи немав доволно преслушано нови ствари што излегоа. Имав премногу работа, имав доста бурен викенд, брат, и некако тоа се последици. Знаеш, последиците стигаат. Те стига сега 2 дена, 3 дена покасно. Да, ништо првиот ден почна да ме стига. Знаеш, онака ќе го... Сега е пикот више. Мислам дека заврши, се надам дека заврши. Утре имаш станица, бе, другарка. Мора да е денес завршено. Денес мора да заврши. До вечер, додека си легнам, мора да биде се завршено. Али, знаеш, онака, брат, претходната недела па ми беше обратна. Бев онака цело време хајпнат. Имав и некои активности преку ден, беше убаво времето, тука дојавме со Грицки, шетавме, го искористав понеделникот, вторникот, средата, цели денови онака. И оваа недела ми е скроз обратното од тоа. Можеби се последици на многу други ствари. Мамурлуга. Собрана работа и се. Плюс имаме работа, спремаме интересни ствари. Stay tuned. Денеска на профилот на Шршац излага интересна објава и најава за настан кој го спремаме више полого време и за кој сме возбудени дека ќе го правиме после полого време. Stay tuned, ќе видите, али се на се онака испунет претходен викенд, испунета недела со работа, следи уште поисполнет викенд и тука сме да снимаме оваа епизода, да не пропуштиме недела и да продолжи Пандамониум радио шоу. Дефинитивно, и мислам дека има многу ствари и за разлика од сите претходни до сега, мислам као онака последните барем 4-5 конкретно после нова година, ова е првата кај што онака правиме први импресии на нови ствари кои што искочија, бидејќи овој петок бевме блест со многу нова музика. Брат, и сум среќен конечно за тоа онака. Не знам дали беше петок, брат. Ке збориме за Young Nudy. Young Nudy мислам дека излезе вчера или завчера, нешто такво. Да, Young Nudy Gumbo албумот буквално вчера или завчера. Поливер излезе исто нешто рандом понеделник. Да. Така да многу беше нека чудно као ми се појавува new releases, ама у рандом моменти што не ги очекувам да се појават. Па дури ми се појави нешто и четвртокот, ама не се сеќавам точно што беше, мислам дека беше нешто од британската сцена. Ми се појави онака Out of Nowhere у четвртокот, така да Крептен Колен ремиксот со 30 сите артисти што се најверојатно тоа е тоа, да. Да, инаку денес ќе мислам ќе се навратиме на тоа, ама ќе збориме денес за new releases, за нови ствари кои што сме ги чуле, за како се чувствуваме за нив, бидејќи онака, после долго време, кој што реков, нова музика добиваме и сакаме да ја покриеме, да кажеме што имаме за неа, бидејќи ја преслушавме, зборевме и со Дарко онака на страна и сакаме да си ги кажеме нашите мисли, ама еве, кажи ми викендов што се дешаваше. Објасни ми го тоа патешествие за денес да ми дојде жваков онака. Брат, што се дешаваше? Почна викендот од четврток се разбира. Знаеш како иде, пуштавме музика, јас Паншо, Оги и Даме во станица, лид журка на ниво као секат. После 2000s Spicy направивме на таква пак фамилиарна журка кај што пуштавме сите четворица. Нормално. Беше уште еднаш добро за промена, бидејќи го направивме тоа веќе еднаш во втората полусезона. Можам да ти кажам дека не бев доволно задоволен од мојот сет, некако бев цел слопит и не беше таму, затоа не знаеш, ама нешто не ми идеше нешто тука добро со... Зашо? Со миксањето и тие ствари. Не знам, оддамна се нам така осетено онака 3-4 пати да ми избега песна или нешто да ми... да ми се деси со грамофоните и со лаптопот. Се дешава и тоа, брат, на тоа пуштање музика. Мислам, онака само пуштам музика, онака ми се дешава тоа и само се смеам, викам добро.
Вториот факет добро, нема мислам онака као свесен си дека си спондавоници под заебал работа, ама не е крајот на светот. Чекај, така ама да- као ти бега битмечот, ти бега хукот кај што сакаш да го пуштиш тота. Да. Да, ама добро, најчесто имаш ти добри дека например тебе те знам како функционираш, знам дека имаш добри бекапс на сето тоа, знам дека можеш да се снајдеш бидејќи ако го испуштиш на кецо, знам дека најчесто и двојката знаеш одма да ја фатиш кој што треба. Можеш да се поправиш од тоа. Да, али на пример и некои работи беа толку зебани кога двата канали беа пуштени што се слушаше. Веќе и публиката слуша заради тоа. Да. Ама нема врска, се дешава, имаше некои добри миксови, одамна го немав направено тој микс на Purita под Риана и Good Cushion Alcohol Добро. од Lil Wayne. Точно знам зашто ме збориш. Бидејќи онак интрото на Love Me на Good Cushion Alcohol е такво споро без бит, а аутрото на Purita е она со клеповите. Така. И многу добро се прави, Да. звучи као трап ремикс на Да, се пополнуваат и двете кај што треба. Да. Се сличен тоналитет, едната песна го спуштам тоналитетот, за да се измиксаат многу добро и као имаш и добри моменти, не дека не. Топ. Али знаеш онака после нивото на кое се крена стандардот на некој начин после Spicy 2000s и не беше толку добро, бар не од моја страна. Сите други си ја завршија работата како што треба. И журката помина топ, имаше супер реакции и од публиката и имаше топ атмосфера и доле и беше комотно и горе и беше како што треба таман. Изи. Бевме sold out, се надам дека овој четврток ќе бидеме sold out бидејќи на гостини доаѓаат Фунт 500 или Pound 500 и DJ Curl од Швајцарија, Schaffhausen, зборевме за нив кога бевме ние таму во декември. Ќе кажам само на кратко дека Tobias, a.k.a. DJ Pound Fund, значи е тоа баш легендите на швајцарската и општо ќе кажам европската хип-хоп диџејска сцена, бидејќи не е само онака, не е само Швајцарија е, да речеме, доста мала земја и неговото влијание и неговото искуство не се сведува само на Швајцарија, него е онака баш е цела Европа и Германија и Франција и Балканот има доста пати доаѓа, но он е резидент диџеј на и пријател на Frauenfeld фестивалот. Open Air Frauenfeld. Да, и најчесто он и неговата екипа го прават опенинг, односно тој Zero Day кај што стигаат камперите, програмата уште не е почната и најчесто на тој Zero Day има као во кампот или пред влезот на самиот фестивал се прават големи журки кај што пуштаат диџеј музика. И се сеќавам јас уште кога бев 2012-2013 година напред настапуваше Just Blaze со него, тоа беше пикот на и EDM момент. И као Тоби е OG у играта и ќе кажам искрено, може го кажав овој прошли пат, ама еден од моите идоли, еден од луѓето на кои се гледам како диџеј, како ги промовираат своите журки, како пушта музика, каква селекција прави, како и после 25 години у играта од мене ми праќа музика и онака слушни го ова, цело време интюн со нови артисти, па дури и кај него на стори видов за Young Nudi дека го вади проектот и од таму отворив и после влегов у целата прича. Така да човекот е онака го живее ова цело време и многу ми се свига кај него дека отворен цело време за различни подстилови. Со него коментиравме исто песната Рата, така ја спомнавме претходниот пат. Така, на Skrillex, да. Ја ставија и на плейлистата посветена на овој четврток, така да проверете плейлистата на Spotify. Spicy Thursdays кај мене на профилот. Има интересна селекција и ама само да кажам дека као отворен е за нови ствари и постојано пробува да убаци нови ствари. Баш кога бевме ние у Schaffhausen, тогаш дента претходно за песната Let Go од Central C, со оној стариот семпл од валја се вика од Passenger, Let Her Go. Да. И баш кога ние стигнавме во сабота, он пушта музика во петок во Германија, во Штутгарт и баш кажуваше како таму е тестирал песната и дека поминала одлично од прва кава. Песната излага дента, он ја пушта дента и така и треба. Мислам дека као знаеш кој диџеј, знаеш дека ако искочи некоја песна, посебно ако е Central C во моментот кој што е сега, знаеш дека ако ја пуштиш, ќе има луѓе кои што ќе изреагираат на неа, ако ќе извади било каква реакција. Ама кој диџеј, задача ти е за да го направиш тоа, да го земеш тој чекор, да го пуштиш тоа. Тоа ти е задача, ти си селектор, го гледаш дека е свежо, гледаш дека е добро. Имаш момент кај да го пуштиш. Ама го ставам у перспектива дека 25 години пушта музика. Не знам колку години има точно, ама не е ни тоа битно. Само да кажам дека после 25 години, пак е прв за новите ствари што излага. Тама така мора да. Што не секогаш и добро бидејќи некаде многу срање ствари излагаат и ти ги пушташ и ги промовираш, па после 2-3 месеци си викаш, што го пуштам ја ова? Да. Али сакам да кажам дека има тој момент на цело време бидување во текица, време бидување. Тоа е многу добро. Интюн. Знаат што се случува у станица.
Се надам дека направат добра селекција. Од друга страна па DJ Curl е негде моја генерација, наша генерација и он па е исто има растано со хип-хоп, повеќе со хип-хоп и со трап, сега последнава декада се разбира, али он па се инспирира од многу други места. Слично како ја што се инспирирам од други места, али на пример он таму има многу големо комјунити на бразилци, латиноамериканци, африканци, така да он онака многу зима од таму, од таа латино музика, нова модерна регетон. Сите тие сабжанрови, сите тие бајле фанкови. Тоа се ќе велев. Ако има бајле фанк устанете во четврток, ќе биде лудно. Не знам во кои зони ќе отидат и ќе влезат. Бидејќи сепак е хип-хоп журка, ама ние сакаме да пуштаме различни музики, ама сакам да кажам дека Curl пушта хип-хоп, ама се инспирира од се друго. Двајцата се инспирираат од многу од Британија, слушаат таква музика и као ќе го слушаме тоа легендарното пум ца ца пум ца пум ца ца. Ајде, би сакал да го чујам и ја. Тоа најверојатно ја или Панчо не би го пуштиле. Да, за луѓе што не знаат, тоа е бајле фанк, тоа е многу интересен ритам кој што потекнува директно од Бразил, онака и е легендарен, као многу песни се засновани на тоа. И бразилска музика, бразилски фанк, тоа е она кој што на пример афробитот сега го знаеме кој жанр, порано било као еден драм бит, еден одреден бит, онака како една ритам секција која што еволвирала. Истото е и со бајле фанкот, каде што тоа е директно доаѓа од Бразил. Мислам дека има и еден единствен човек, се знае кој е креаторот на бајле фанк на ритмот, и мислам дека кој и тоа бразилската музика во голем дел се заснова на сето тоа, барем во 70 и 80. Така да исто така легендарен ритам кој што си има користено и си има интерполирано и низ хип-хоп, и низ трап музиката, бидејќи и сам по себе е онака малце бавен, буквално можеш да го интерполираш на 70-ки, на 80-ки. Со трап, да. Многу лесно. Тоа Санго го има правено, кој што е еден од најлегендарните па бразилски и South African и Brazilian roots има, и као он е еден од луѓето кои што отсекогаш го користел во неговата продукција. Он е mainly soul action продуцент кој што прави трап музика. Така да, во таму и го знам. Неговата трака, ако ја чуете Меде Амор, го има она бајле фанкот, ритмот во позадина, така да тоа ќе биде интересно ако се деси такво нешто, бидејќи кој што кажа Станица веќе и на пример и со 2000 и со тоа вие што правите селекцијата што ја носите, Оги и Дамес исто тука. Има проидено многу. И сега на пример ово уште поише малце спајски да, онака pun intended ме, разбираш, као заради тоа се ногите за да дојде DJ да си го даде својот signature sound, да направи добра журка околу сето тоа, ме разбираш, не да дојде да пушта некои ствари кои што ќе се многу страни за луѓето, ама едноставно малце по малце да дава некои моменти на негов момент, онака на личен идентитет за тоа што го прави да биде ова е DJ Curl, као он е човекот што пуштал бајле фанк у Станица. Сме си прошле топ. Да. 2-3 песни се доволни, брат. Мало поише од доволно, да. Посебно кога сте четворица во една вечер, каде што и немате толку простор за да го издолжиш сето, за да има се и свашто. Секако они ќе бидат prime time, бидејќи се гости, и треба да бидат. Бидејќи знаеш и после ова ќе биде 20 спајси у Станица сезонава, што е многу. И онака и после 20 журки, онака виши и као 20 журки пројде? 20 ќе биде ова. God damn. Да. Па да викам. Па добро, кога ќе земеш предвид дека 17 недели имаа пројдено од пандемониум. Така. Ја снимено, да, и перспектива кога ќе оставиш до тоа, многу време има пројдено, да. Така да дојдат у Станица кога сакате да чуете нешто поразлично, нешто друго квалитетно на светско ниво, на европско ниво, буквално кога кажувам тоа не го кажувам за да промовирам самата журка, него стварно го мислам тоа и стварно и се огледувам и на тоа што го прават дечките и среќен сум и дека Фунд како еден од луѓето на кои се огледувам го следи пандемониум, ме следи мене, не следи нас. Иако не збори еден збор. Да, за стварите што ги правиме, за плейлистите кои ги курираме, естетиката која имаме, постојано ми кажува дека се инспирира од тоа и искрено премногу ми значи, така да дојдете Станица у четврток, после тоа кој не може да дојде у Станица, заедно со нив сме у петок во клуб Клик во Штип. Оддавна не сум пуштал музика во Клик. Искрено сум возбудени за тоа. Штисбург? Да. Предходниот пат кога беше Фунд, бев со него во Клик, тоа беше некаде, ако не се лажам, март 2019. Нема да ти излажам, брат, го слушав најдобриот комерцијален сет. Така. Па може би ever. Од Pound, од Тобиас во Клик. Значи онака на ниво значи на сакам да го направам така, немаш да го направам. Ги немам тие посебни ремикси, ги немам тој начин на размислување на селекција на музиката, свегаш. Онака. Нема, ама
Тоа ги дели диџеите, брат. Не се трагите кои што ги имаат внатре, туку начинот на кој што ги користат. Ти можеш твоите песни да ги даеш на сите луѓе, никад нема да го реплицираат ти тоа што можеш да го направиш. Тоа се години уназад, тоа е онака како ти тебе функционира. Тоа е фактички тоа е тој signature саунд на еден диџеј, начинот на кој што размислува за да ги спои тие сите ствари, брат. Да. Не е музиката како сега барем можеби порано било челендж да стигнеш до одредени песни, да стигнеш до одредени плочи, ако си само на вајнал или во тоа време, или онака имало потешкоти да стигнеш до одредени траки. Можеби сега веќе кога тоа не е никаков проблем. Да. Сега веќе ни опремата не е толку пречка, едноставно како овде како имаш и тоа те дели уствари од добар и лош диџеј. Осетот за музика, осетот за енергија, за вајб, за фидбек од публиката. И онака начинот на кој што ги ти спремаш стварите, тоа те прави да си добар или лош диџеј онака. Се слагам скроз. А тоа доаѓа со искуство, тоа доаѓа со размислување, тоа доаѓа со слушање музика. И мислам дека конкретно ти, ама и сигурно и Тобајас го има брајано тоа посебно 25 години ако има кариера како диџеј, онака тоа е нонсенс, ако и уште прати цело време и константно секојдневно прати нови изданија и све тоа. Тоа е тоа. Као од таму доаѓа се до тоа, знаеш точно од каде доаѓа, не е за џабе. Ето, само да го завршам мојот викенд, сабота сме у Централ клуб Кавадарци. Исто со таа екипа очекуваме лид викенд и у сабота преку ден пуштаме музика Јаси Панчо во Маврово. Со соработка со Red Bull пуштаме музика на Бачило, преку ден се надеваме дека ќе изгрее сонце и ќе пуштаме шизи сет. Значи тој да речеме под наводници Хавана сет. Малце поише реге, малце поише олд скул хип-хоп, малце поише. Реално тоа и треба за таму. Тој треба за таму, само не треба сонце да огрее. Ако некој Маврово викендов нека дојде, Галичко Бачило, таму сме, повелете и морам да го завршам претходниот викенд, шарот од цела екипа у Струмица. Прошлиот викенд пуштавме музика на карневалите во Струмица. Yes, sir. Јас и Оги, Јоло Клаб во петокот, една од најаките журки, брат, на која што сум пуштал после ковид се разбира. Струмица на WhatsApp? Да, брат. Да? После овој викенд не знам дали така се подели шарот од цела екипа на Јоло, шарот од цела екипа на Струмица, сите кои беа таму, сите кои можеби не беа таму, беа на друго место, секаде беше лид, али кај нас беше посебно лид, брат, и знаеш некако кога после журката си задоволен, си скроз испунет од тоа што се десило, знаеш дека си направил нешто добро. Да. Што сме подлог сет него што треба, него вообичаено бидејќи забавите траат полце подлого за карневалот. Да. Карневалска сезона, карневал season, everything goes, секаква музика се испушта. Топ. Се што може работи кои ја ги немам пуштено многу одамна. Како на пример? Се отиде. Па кој на пример Can't Hold Us од Macklemore и добро, тоа го видов и на стори, дали кај тебе или некаде. Тоа го видов кај Оги у да. компјутер, Оги сакаше го пушти, викам чекај брат, дуго дека сум тука во тој сет. Да. Топ. Ќе го ставам ја. Влеговме нешто, пуштив J Balvin, пуштив нешто такво као дури да имав и некои други ствари кои ги нема во моментот новиот лаптоп. YouTube2mp3.com. Не идеше тоа. Не идеше тоа. Да, така тоа е ептено ако заглавиме онака. Да, и викендот заврши у сабота у Vibe Тетово, шарот од цела Тетово екипа, Vibe екипа, едно од најкул местата во цела Македонија, си поминавме добро, од Курче беше таму. Запе, Кајо, цела екипа од Vibe, имаше дружба, имаше смеење. Топ. Имаше пиење, се разбира, као секад и топ. Мило ми е. Си поминавме добро, направивме енрике 20 минути зборев. Брат, сакам за викендот и за викендот кој следи. Али мислам дека вреди за овие два викенди стварно беа онака, мислам претходниот беше, се надам дека и овој ќе биде таков и онака стварно вреда. Ама така искрено, тоа зборам брат. Сега онака кога ми кажа дека ќе идете у Мавро и си викам топ. Викенд у Мавро, одлично би било, барем на еден ден онака. Знам дека секако вечерта пуштате, би се вратил ја у Скопје, не би ни седел. Не сум огромен фан на снег, но тоа дека фактот дека горе на Бачило и дека треба да користам скилив до горе, ајде сред ски сезона. Нит знам да скијам и имам страф од височини, не можам да се качувам на тоа. Не знаеш каков проблем ми е, брат. И сега се двумам, ако у двумица сум дали да дојдам или не. И ако дојдам, као ќе дојдам и као ќе се симнам назад, брат. Претходниот пат кога бев на Бачило се спуштав пешки по ски стазите, бидејќи ми беше страф да се спуштам по жичара. Не можам, брат. For the life of me, брат, се осеќам дека ќе паднам доле. Тоа го зборев, тоа ми е страф кој што го свејам претрпено, тоа не можам. И онака сега си викам, окей, сакам да дојдам, али
Што курке правам ако не можам да се качам на срање Да, воде? тоа што не доаѓа боле. Како да се ки треба по ските, онака ки си Не. со фармерки со свети текна. Ки треба на Добро, анти. нема бидеш единствен таму, ама. Абе, нема да бидам единствен, ама ќе ми има на анти TikTok полиција како да ти објал. Језиво. Али да, ако сте во можности, ако немате страф од висина и ко мене, идете у сабота, мислам дека ќе има одлично. Со оглед на тоа мислам дека времето беше таму добро. Знам дека ќе има доста луѓе. Мислам дека ќе е топ плюс Мавро, it's always a good time, брат, реално. Се надевам, ќе видиме. Да. Се вратиме на нова музика. Да. Кога ќе спомнам, имаше доста албуми, имаше доста траки кои што ги видов и онака и на релиз рейдерот дека искочија, ама ќе се задржаме на трите главни кои што искочија последниот период, овие 2 недели од кога ја снимавме последната епизода, и за кои што ги слушавме и кажавме дека сакаме да ги покриеме, сакаме да збориме. Од кај сакаш да почнеме? Па најбоље да почнеме од Don't Oliver, брат. Don't Oliver. Don't Oliver, баш конкретно за него изборевме пред некое време, дека малце бевме критични кон него. Сега, уште однапред, уште пред да почнеме и да навлагаме во албумов, ќе кажам дека уживав многу во албумов и ова е turning point каде што ова можеби е првиот Don't Oliver албум кој што ми се свигаше во целост и ко целина. И не се осеќам дека порано кажав дека како не ми е артист од кој што сакам албуми, би сакал албуми. Го зборевме дека повеќе е фичер артист, повеќе онака му треба за да пополни некаде место или него му требаат артисти за да пополни сето тоа. Овде се догажа малце спротивното, има фичерс, не до толку, и има моменти многу поише кои што ми се свиѓаат од негова страна наспроти предходните албуми. Така да и наспроти фичерсот кој ги има тука. Да. И овде на многу места, овде на многу места е многу подобар неголи самите фичерс, многу добро звучи конкретно онака за разлика од Life of a Don кој што ми беше онака хитен мис, имаше некои песни, ама не онака ми беше. Не ми беше тоа. Не, и мене имаше онака пробував да го слушам и да го вметнам во сарато и сегде, ама скоро ништо не остана. Да, и мислам дека овде енергијата е многу поинаква, пред се. Јас осеќам, не истражив доволно за тоа, ама осеќам дека има скоро сработено со некој друг продуцент и со некој друг екзекутив, бидејќи overall саундот на целиот проект од почеток до крај е многу поразличен. Ја тоа можеби имаш право, сигурен сум дека има некој удел во екзекутив продусинг и све тоа. Неам видено кој е екзекутив продусер на албум, но онака од самиот факт дека има соработки со Джеймс Блейк, од тогаш се поише и поише навлезен во врската со Кали Учис. И мислам дека и неговиот општо мајндсет има малце сменето и некако овде тоа поише ми прија таков Don't Oliver валјда у тие 2 години од кога го има, од кога Life of a Don го извади и сега новиот албум, албумот се вика Lovesick. И мислам дека тој период на промена кај него, мислам дека валјда има многу придонесено и кон како звучи албумот, која е енергијата што ја носи и све тоа. Мене ми звучи многу, како прво ми звучи по општо прифатен за луѓето, го осеќам дека онака поише да речем под наводници попиш, ама од друга страна и малце повеќе експериментален. Бидејќи онака имаат соработките кои што ги спомна, ама го има и тој некој саунд што сега е интересен и актуелен, тој некој вајби позитивен, убав, мелодичен, ама не трипи мелодичен и кој што го правеше претходно. Да. Така да биде Ептен Хјустон од длабокото, туку баш онака некој албум што го вади тука некаде напред и баш поради тоа мислам дека он сам таа промена не може да ја направи. Мислам дека тоа станува збор за луѓето со кои што соработува во студио и за самата селекција и на битови, на фичерс и на мелодии, текстови, дури и теми кои ги обработува, бидејќи пак некако претходните теми беа потрипи, овие се малце пољубовни. Го носи насловот Love Sick овој албум. Делукс изданието излезе после 2 дена, што ги имаме коментирано поише пати, али 20 песни, саат и 5 минути. Можам да кажам дека добар за слушање, да го пуштиш да врти од почеток до крај. Ист момент можам да го споредам, иако да речеме жанрот е можеби различен, ама можеби не толку различен, да го споредам со албумот на Wizkid кој го зборевме More Love Less Ego. Бидејќи имам истиот тој филинг као
можеби имам некои хайлайти како песни, ама ми се допаѓа да го слушам цел од почеток до крај. Да. И не ми смета што трае саат време баш поради тоа, нема да го слушам са на слушалки. Да, детално онака, ама кола, не ми било смета да каде, вртим да. позадина. Да. Ја го слушав оригиналниот, делукс изданието не успеав да го чуем, ја чув само трагата со Тревис и ми се свиеше, ама ништо посебно. И ќе кажам дека има направено добар потек, дека таа трака конкретно не има ставено на оригиналното издание, бидејќи за луѓе кои што не сакаат да слушаат делукс издание, конкретно мене, не ми ни треба таа трака на албумов, онака кога го преслушав целиот 16 траки е оригиналното издание. Не ми фалеше Тревис Скот на албумот, ме разбираш, кога немав потреба да го чујам него, бидејќи кој што кажа има доста интересни фичерс кои што ми го задржуваат поише вниманието, неголи некои такви кои што се hard hitting. Морам да кажам дека мене ми се свија Тревис Скот, го слушнав и снипетот на Инстаграм. Песната се вика Embarrassed и ставена како втора во делукс изданието, исто така интересно дека се ставени горе. Првите 4 се ставени, не последните 4, што исто така добар потек за ако сакаш да го слушаш тој издание, таму да одиш. Поради тоа, мене ми се свига Тревис Скот, само тоа сакав да кажам, ми се свига оваа трака, мислам дека ќе стави на мојата vibe плейлиста. Не, фер. Ти кажам, немам преслушано убаво тие 4 траки, али ова што слушнав од 16 имам доста хайлайти и онака можеби имам само еден или два моменти за кои што бев можеби не требало. Ама и точно знам кои се онака и кога не се ни на 2, 3, 4, 5, туку знам онака сам на една, две траки ми се брат. И ќе почнам онака Love Sickness е интрото, многу добро го отвара, ја онака убаво интро дава и се гледа дека има концепт позади сето ова, убаво почна, убаво завршува, тоа сватив, има почеток и крај албумов и заради тоа најверојатно и можам да го слушам цел. Втората трака, одма Джеймс Блейк, се осеќа и продукцијата дека е негова, има и негов врс, строфа, многу ми се свигаше сето тоа. И заради тоа, например, артисти, ако ги погледнам и сите, многу се разноврсти. Джеймс Блейк, Lil Durk, Glorilla, ова ми се двата најслаби моменти на албумот, искрено. Кали Учис, ти са Korean артист кој што прв пат слушам. Justin Bieber, Future, исто така хайлайт на албумот според мен. И мене ми е хайлайт. Јас мислам дека кажеш дека ти е лошо, ама мене ми е тоа многу добро. Феноменална песна, феноменална. Wizkid, и заради тоа можеби од таму можеш онака тоа ти потикнало да ја дадеш бидејќи многу свежо звучи песна, многу. Ова можеше да се најде и на Wizkid албумов и да не ми беше онака као чудно зашо е трака овде. Да. Функционира и на двата албуми. Мислам дека се најде кај албумот на Wizkid на соработка со Don Toliver кој се лажи. Затоа ти викам дека оваа песна ако беше таму, истиот ефект ќе ми го имаше онака како не припаѓа и на двете места. Charlie Wilson, која што можеби онака песна која што ми е една од хайлайт, Basta, Brent Faiyaz, Торо и мој. Така да карактеристични фичерс има онака за Don Toliver за кој што ова се антипоп фичерс онака. Да. Не се ова хип-хоп или R&B фичерс, можеби R&B во твојата глава, ама као за мене тоа е алтернативно онака као. Ама не очекував ова од Don Toliver, да, разбираш? Не го очекував ова. Поише очекував, например, па дури и Justin Bieber не го очекував на албумот, ме разбираш, поише очекував. Тревис, поише очекував нешто такво, онака тие Кали окей, разбирам дека Кали ќе се најде тука, ама као Чарли Уилсон, Джеймс Блейк, онака уште кога ја најавија песната, знаев дека ова ќе ми биде добро. Тоа го имам кажано, Джеймс Блейк се поише. Онака го сакам кога соработува со рапери и со артисти, посебно ако е некој таков талентиран како Don Toliver. Don Toliver го сметам за многу талентиран артист, со кој што може да извади многу мелодии. Джеймс Блейк е господин во продукција за тоа и мислам дека како многу добро соработуваат. И овде, за прв пат, после долго време уживам и у соло Don Toliver песни, брат. Да. Ќе бидам искрен. Имаше доста песни кои што онака уживав општо без фичерс и тие се баш Time Heals All, Letter Cost и Do It Right. Тие три ми беа и Company Part 3, не знам кои се Company Part 2 и Part 1, појма немам. Има на претходните проекти. Не се сеќавам, али Part 3 ми се свиеше и као ова, за разлика од сите претходни Don Toliver албуми, ми е можеби првиот кај што, затоа реков Turning Point, каде што, окей, ова ми се свиѓа, ова вреди да се слуша пред се и е добар соло Don Toliver албум. Да, се сложувам со тебе скроз. Као многу ми е поразличен од Life of a Don, многу подруга енергија, многу подруга продукција, многу подруги теми се обработуваат, го нема тој хајп моментот, го нема тој
turn up моментот кој што он го знае да го прави на многу мелодичен начин, бидејќи и тоа го зборевме. Овде има супстанца, овде има малце е поинакво. И ова ми фали. Ова ми требаше. И онака управ момент ми се појавува и мислам дека и управ момент е за Дон Толивер да го покаже ова. Као покажува гроут у неговата музика и тоа ми се свија. Брат, ја искрено го исклучив од не може да го пуштам, можеби да не ги видев соработките кои ги има тука. Па бидејќи претходниот албум се реков како добро, доста е ова, брат. Као доста е. Бев еден од првите кои се закачија на Дон Толивер уште кога слушнав факт. Фичерс и снипети уште од времето на Astro World или кога и да беше тоа. Уште вокалот кога му го чувме, знаевме дека ќе биде врв, да. Али после некако стагнираше и колку и да го промовиравме и го пушавме, човекот стагнираше и бев спремен онака више да не го слушам дека доста ми одгубање време на проекти кои не го заслужуваат тоа време. Али ова ми направи скроз друг момент и како што викаш ти, ако е turning point, се надам дека е и дека продолжи Дон Толивер оваа насока, бидејќи стварно вреди, брат. Например, мене хайлайт од првите слушања ми беше песната со Кали Учис, For Me. Исто. Добро са, они се пар, сигурно имаат убава хемија и енергија помеѓу нив on a personal basis, што се вика. Yep. Али тоа се осеќа и на тракава, многу убаво се надополнува, многу убава соработка. Имаат и претходно соработки, и тие ми се свијаат. Али овде ова е многу добра песна, не можам ни да го опишам како Како се викаше Drugs and Hella Melody се викаше на Life of a Don. Да. Таа ми беше единственото што ми се свиѓаше на исто име. И тука има еден земено семпл од Бини Мен, легендарен јамајкански семпл, но и Загават, кој многу убаво е ставен така испреплетен целата песна на моментите кај што се празни, плюс нивните мелодизирање и ммкања, онака пеење, одлична хемија и одлична песна. Таа ми е хайлайт од првите слушања. Се разбира, ја спомнеј трајче, Private Landing, Justin Bieber и Future. Брат, Future овде е многу добар. Future е многу добар. Future е многу добар овде. Кинеј. Ја и тоа знаеш што ми се деси мене со Private Landing? Го слушав албумот и онака вчера буквално го слушав пак во 1 саат са бајле. И си викам, окей, ама сега завршив со работа, не ми се спија, ќе седнам, отворам Genius Lyrics, сакам да видам и текст, сакам да видам и све тоа, ме разбираш, сакам да дзирнам. И веќе ми падна малце концентрацијата дури да не стигне Private Landing. Влага битот и влага Future на како чеки, так, пауза, враќање назад, уште еднаш Space, како кирење партали онака ме разнесе, бидејќи ова можеби и првата трака овде кој што има единствената која што има таква енергија онака малце по Па добро, да, валјда да. Не знам која бидејќи на пример мене најслаб момент, ама иако има многу добар апил, е Leave the Club со Lil Durk и Glorilla. Don Toliver овде ми е феноменален, битот е многу добар, онака нема промашај, али не можам да потенцирам колку непотребни ми се и двајцата на таа трака. Lil Durk ми е тотално Lil Durk најмногу што може да биде. Офбит ништо не каже, вокалот му е чуден, воопшто не се поклопува со мелодијата. Не знам дали може да го носи тој пои аптемпо ритам. Исто. А таква е кој што вика Дарко, аптемпо е, таа може да влезе и во клуб, стварно онака и има таа тема, и има таа мелодија, вајби е онака малце побрза. И онака си викам, окей, добро, Lil Durk завршува, што е следно, онака Glorilla чекам да, не сум фан на Glorilla, и кога ја чекам да дојде, и кога почне некој чуден брейкдаун, онака туку паѓа целава енергија, и има beat switch, и почне нешто помрсно да лупа, и ја слушам, ава почне да се дере на микрофон, онака, и кога вака останав, онака, као underwhelmed. Како почне песнава, како завршува, што се дешава, као онако да... Не го сваќам се до тоа. Не го сваќам. Немам ништо против Glorilla, немам ништо против тој вид на рап музика кој што одредени женски артисти го прават. Ама као не е воопшто добро, на многу лошо место е пласирано, не го сваќам бидејќи не е ни само фичер, го зборевме ова. Не е ни само фичер, знаеме дека има внимание, многу луѓе ја слушаат, FNF беше голема песна лани, све тоа. И знам дека има ќе донесе нешто, ќе донесе стрим, али at what cost онака, како
и даваш посебен бит, и правиш бит switch, и даваш breakdown, за да дојде она да се појави и ова е тоа што го сервира она, ова го ставаш на албум. Ова ми е единствената слаба точка на албумот, брат. Lil Durk посебно, али Glorilla посебно делото, онака ми е и дури прекратко трае, али сосема доволно за да онака да ми остави bad taste за песна, брат. Као ако го нема тој дел, ќе можам да го прескокнам Lil Durk. Али ова ми е too much. Сега без тој дел ми е некомплетна, а со тој дел ми е лоша. Разбираш? Не би рекол некомплетна, зашто некомплетна? Сега на пример, кога ќе ја ти пуштиш и кога ќе ја сервираш у клуб на пример, ако влезе, само првиот верс ако влезе ќе бидам топ. Нема воопшто да ме. И тоа ама па сваќам дека оваа песна, ако го слушам албумот, па ќе биде единствената која што ќе скипнам моментот кога ќе заврши Don't Toliver. До оваа е единствената песна каде што мислам дека единствениот скип го има на албумов. Се друго можам да чујам, можам да сватам, и да без разлика дали ми се свиѓа или не, ова не можам ни да го слушам, ме разбираш? Да. Тоа ми е проблемот. Не можам да кажам уште за скипс, бидејќи го малце ги имам преслушано, сепак со први импресии, ќе видиме како ќе го издржи тестот на времето самиот албум и колку actually ќе го слушаме и пуштаме во ротација во секојдневието. Али моментот што ти го кажав преска се гледа и по бројките, за жал, таа песна има убедливо најмногу плейс на Spotify. Нормално. 4.700.000. Додека другите се движат околу 1.500.000, има некои соработки 2.500.000-600. Така да онака што се вика дупло, 3 пати повеќе од сите други. Али дали можеби повеќе ставана по плейлисти? Дали можеби стварно Lil Durk и Glorilla имаат публика јака фан база во Америка и низ светот? Па можеби тие фанови ја преслушале оваа песна, немам појма, али се слагам со тебе дека тотално непотребни гостување и па јас можеби се надам на некој ремикс од некој друг артист на оваа песна без нив двајца. Реално тоа треба да се деси како ремикс на некои подобри пласмани вред кои што може да го издржат и битот, и мелодијата, и енергијата да го фатат. Дури некој таков артист како Крис Браун многу боле ќе влезе овде него. Факт. Lil Durk и Glorilla. Како ми нема смисла, брат, Glorilla од Чикаго, не сваќам конекцијата од каде е Glorilla. Како се ставаат Lil Durk и Glorilla на иста трака, посебно на ваква трака, брат. Како което и мисловниот процес и брейкдаунот да го направам. Тоа е индустријата. Да и дам посебна песна на Glorilla за да рапува 15-20 секунди и да ја уништи целата трака, брат. Брат, тоа е индустријата. Glorilla, како што кажа ти, има неколку големи бенгери кои ја искрено не верувам дека се вртат толку многу. Кој пушта Glorilla овде у Европа, брат? Тоа е само толку централизирано у Америка. Па не знам ни таму колку се пушта искрено. Од кај? Од Атланта? Дека и бројките, не знам. 100% пише. Тенеси. Бетер. Само Тенеси е бетер од Атланта, добро? Брат, нема ни толку плейс на Spotify, на кој ќе видиш. Значи FNF, песната која беше најголем хит, има 39 милиони. Што не е ништо реално да правиме му. Најмногу, најслушани е со работката со Cardi B, Tomorrow тука има 73 милиони. Знаете дека не ги рачунаме бројките како релевантни, ама чисто за перспектива, уствари, дека не е ни толку голем артист кој ќе видиш онака. Да. Оваа песна веќе има 4.700.000 и за 2 недели ќе биде у топ 4 слушани песни на профилот. Сигурно. Да, е па тоа. Тоа се 3-4 бенгери онака и топ 5 ќе се деси ваква една колаборација на пример што ќе се најде. Тоа е, како и да е, да не се задржуваме на тоа, не го сакам фактот дека тоа не го одзема фокусот од албумов. Албумот е добар, солиден, конкретен. Мене ми се свиѓа правецот во кој што иде Don't Toliver онака и музички и умствено и со тематики и со текстови. Ми се свиѓа дека се го задржува тоа, го има тој signature Don't Toliver sound, ама е малце поинаков него ли сите други. Кој што кажа Дарко, го нема тој онака трапиш вајби, туку пробува други ствари. Има Jersey Club песна која што е со Brent Faiyaz. Прв пат не знам кој ми ја пушти, у кола ми ја пушти. Немам појма, искрено да кажам, чека да ти ја пуштам песна. Димитар Милев ми ја пушти. Вика, чека, ова многу ми се свиѓа. Не знаев дека братот е голем фан на Jersey Club музика од since way back. И као, окей, на почеток ми беше чудна, али после кога ја чув со албумот, окей ми беше.
не ми сметаш, иако не ми е омилената, иако сум огромен фан на Brent Faiyaz, али као не ми беше ни топ 3-4 на албумов. All in all, добар албум ќе кажам, за онака ко за 3 пати преслушување целиот албум, ми се свиеше. Валјда до вечер ќе го чуjem и Deluxe изданието, ќе ги чуjem и тие екстра 4 траки. Знам дека има една со Tizo Touchdown, кој што исто така е многу интересен фичер. Tizo Touchdown, ако не го знаете, онака многу чуден артист кој што ја го упознав кај Kenny Beats на The Cave, имаше фристайл и онака после малце му навлегов во неговата музика, таков е целиот чуден алтернативен, као не ни прави ни хип-хоп, туку едноставно алтернативна музика прави, интерполации на Майкл Джексон на свето, ако он таков е чуден човек е, има као се вика шајки има у фризурата, брат. И као ќе видам што значи Don't Toliver и Tizo Touchdown. Ќе чуjem и трага да уште еднаш со Тревис. Ама да, ми се свиѓа правецот во кој што тера. Ова искрено поише ми одговара за Don't Toliver, дека брат, как и Cactus Jack кога ќе ги видиш како ростер, он со ова е најкарактеристичниот од сите. Ме разбираш, као највише out there, највише и ова на пример поише во тие експериментални води. И ми се свија. Заради тоа го поштојам. Затоа реков дека покажува growth од претходниот кој што искочи пред година и пол, нема ни 2 години, иако е 2021. Рано сме се уште во 2023 и као добар скок е од Life of a Don кон Lovesick. Се надам дека само таа траекторија ќе продолжи натака, барем кон мене, значи можеби луѓе не го сакаат овој албум, можеби го мразат дека нема песни и нема бенгери кои што имало претходниот, ама као Private Landing ми се свиѓа, Leave the Club ми се свиѓа. Има што да се пушти во клуб, има што да се слуша дома, има што да се слуша за укола, има што да се слуша за дур шетеш, за да правиш еранц онака. И тоа треба да биде албум, онака како да опфаќа све и свашта. И мислам дека овде го има направено тоа. И го има направено добро, со вкус го има направено, не е дека е бесмислено. Јас само ги кажам дека overall звукот на овој проект многу ми се свиѓа, насоката во која што оди. Можеби за мене и овие соработки не се на првите соработки со кои што би ме возбудиле, ама знаеки го Don't Toliver од кај доаѓа и каде беше, во 2023 преби го слушал Don't Toliver со Торо и мој, отколку Don't Toliver со некој трапер од Хјустон. Бидејќи тој саунд е веќе доста истрошен и доста онака реплицирани, како што кажат речи. Овој албум, гледајќи го Cactus Jack како колектив, овој албум е многу поразлично нешто друго што доаѓа од таму, бидејќи таму, јако сите артисти се различни меѓу себе, го има тој некој signature саунд и естетика и она звукот. Мене тука трнап музика, рейдж музика, онака го има секогаш тоа. Не можам да го опишам тоа со зборови. Можеби ги немам правите зборови бидејќи не слушам таа музика толку, ама на пример ми е повеќе албум во зоните во кои што ги слушаат Трајчи, некои наши другари и другарки со кои изборевме периодов кои на пример онака, еве ако го споредам со Сиза, брат, ова ми е боле, ова ми е по експериментално и по алтернативно. Факт. И поише влага од тие води и може да се најде на многу поразлични плейлисти отколку Сиза, бидејќи Сиза пак е R&B, ама пак е тој трап R&B или како да се вика тоа. Си се држи до незиниот звук. Ова не ми е традиционален Don't Toliver звук. Си ми искочено надвор од својата комфорт зона за ова да го крира. Тоа ти велам. Ова го ставам во кошот на као музика на Kali Uchis, на Brent Faiyaz, на Тори Мојна. Се надевам дека имало овде онака влијание да го пушне и него, да си ја пушне онака неговата уметност, да си ја пушне неговата артистичност. Kali Uchis? Да. Бидејќи Kali Uchis со син ми едо тоа го има направено онака, има стварно излезено вон кожа, стварно има направено многу добри ствари. Гледај, на светско ниво и на ова ниво на кој што се они, не знам колку самите артисти треба да има желба да влезе во некои други води, ама мислам дека тимот со кој опружени на соката која поише како бизнис сака да ја земе, како онака бизнис мув сака да ја земе, мислам дека тоа поише игра улога отколку за јас осеќам така. Па дури мислам дека и за Lil Yachty што го зборевме прошли пат дека као може него му текнало више дека он не има нешто многу што да изгуби, ама Don't Toliver мислам дека е поише тактички мув дека да, можеби он преку дружбата со Kali Uchis, преку слушањето на нејзина музика, можеби креирање музика заедно, дружејќи се со нејзините соработници, пријатели и движење во тие кругови, може му се отвориле некои ствари, па желба да прави нешто друго, ама за да извадиш ваков проект, треба тим што знае ова да го сработи. Да, треба Не може ова да го сработи кампот на
Cactus Jack или кампот на Да. па ќе речеме и на Метро Бумин на пример. Да. Бидејќи Согласувам. Метро Бумин и некој продуцент кој доаѓа од Трапот, кој доаѓа од Атланта, кој доаѓа од Хјустон, ќе донесе скроз друга енергија, скроз друг звук. Согласувам. Скроз други луѓе во студио кои работат со него и кои онака кога работиш со него си во таа зона и можеби натаму ќе отидеш. Оваа зона ми се свиѓа многу поише, иако можеби и не карактеристично за мене, брат, ама претходните ствари не ми се свиѓа и затоа ова ми е нешто што би можел да го слушам и мислам дека ќе го тестирам и ќе го пуштам онака да врти позадина по дома и у такви некои сетинси да видам дали ќе ми го издржи тестот на времето или само овие првите слушања ми остави добар впечаток, а пак после ќе го батал. Да, се слагам и тоа што го кажа само ќе се навратам многу на брзина, нема да го тупам. А претходниот пат го зборевме Lil Yachty за неговиот нов албум. Моментот кога завршив тебе ти пишав, го изгледав видеото со Zayn Love каде што збори за неговиот албум и буквално човекот уште у првата реченица го кажува тоа дека музика, дека барал музичари кои што можеле неговите референци да ги пренаменат во нешто ново. Тоа што кажав, тоа буквално го има направено. Процесот на креирање на албум е само седнување и во голем дел басот и водечката гитара е на Мак Демарко. Самото тоа, ако ти каже Мак Демарко и Мак Демарко извади албум пред месец дена, кој што исто така е многу квалитетен и е многу поквалитетен од тој на Lil Yachty, а спаѓа во истиот кош, ти кажува дека тоа не е Lil Yachty албум, заради тоа. Само да кажам дека тоа си го потврдив сето тоа што го кажав во тој момент и сваќам зошто го велиш тоа и онака, ама пак ова го сваќам малце на поинаков начин со Don Toliver и ми е добар албум пред се. Еве на Википедија само читам дека Don Toliver во некоја прилика го опишал албумот како futuristic R&B and soul, што е многу поразличен опис од колку trippy turn up soul trap или како и да се вика тој правец. Да. Тамо нема ни soul уствари кога видиш. Реално. Поше се vibes. Soul sold separately. Следен албум кој што сега се префрлуваме во други води, завршиме за Don Toliver, дечки чујте завршиме во soul водите, да. Се враќаме во трапот. Пишете ни, знам дека и кај нас на Дискорд се збореше за и го постираа луѓе и постираа и Джеймс и за соработката со Джеймс Блейк и за албумот го споделија вчера и Делукс изданието, така да пишете ни како се осеќате за албумов, може да збориме, пишете ни кај нас на Дискорд, ќе отвориме дискусија. Следниот албум, кој што сакам да го спомнам и кој што мене после долго време ми е првиот проект од тој тип е Glaucoma 2 од Key Glock, кој што морам прво да кажам, first and foremost, не бев фан на Key Glock. Знам неколку песни и тоа по вина на Дарко, бидејќи тоа што се дешаваше во 2020 кон крајот или следото и 2021 со Ambition for the Cat. Тоа беше брат Ambition for Cash. 2022. Така, 2021-втора, тоа што се дешаваше онака ме натера како окей, да чујам Young Dolph, исто така, rest in peace Young Dolph. Да. Тука беа тие двајца артисти кои што на поише наврати ги имаме зборено како можеби единствените кои што онака прават pure трап музика во ова време каде што во моментот кога најизвитоперена онака overused, они знаат да прават класична трап музика која што звучи едноставно, ама е толку чиста и pure во својата продукција и текстовите, е чиста трап музика и е добра трап музика. Да. Искача, знам дека немам пратено нешто премногу албуми, лани го слушав Dirt од Key Glock и Glaucoma 2 излезе пред недела дена и онака како го постира, знам Джеди го поусна уште тента, имаше преслушано, пиша за него коментари и окей, викам, ќе го преслушам дефинитивно, бидејќи одамна неам слушано да седнам и да пуштам трап проект. Се нема десено кој знае од кога, стварно многу одамна се нема десено и си викам, окей, сакам да го сменам тоа, ова можеби ќе биде добрата стартна точка да го направам, бидејќи стварно верувам, врз основа на тоа што имам слушаното предходно, знаев дека окей, Key Glock може да извади нешто што би ми се свијало, а да е трап музика, да го поистоветам како трап музика и си го потврдив тоа. Ќе те оставам тебе, ти си многу поголем фан на Key Glock од мене, така да ја само ќе се надоврзам на тоа ти што имаш да кажеш, ама
Кажи ми на пример што значи глакома за тебе, како се осеќаш за албумов. Сакам да почнеме од едно EP кој излезе во ноември 2022. Така. Мислам дека не стигнавме да го збориме тука. Не. Има 5 песни. Најверојатно се вика prequel, ама е стилизирано како PRE, 5 и L, при 5L, бидејќи има и 5 песни, што е добра игра на Така. зборови, онака на ствари, на ситници. 5 песни, имам лайк на секоја од нив, така да едно многу лесно EP за слушање, се сеќавам дека беше петок и отидов некаде на пат и го слушав и онака уште под енергија од станица од Spicy ме врати онака пак лупи као едно 5-6 пати го свртев бидејќи трае само 13 минути. Одличен краток проект, тоаш не сватив дека е најава за албум и ќе почнем од него бидејќи таму има мега бенгери као Jigsaw, Spike Lee која ми се појави на многу Spotify плейлисти, извади интересен спот кај што он као глуми има во спотот као инсерти од филмови на Spike Lee. Добро. Он влага улогата на тие ствари. И Die Trying и Tumbling, значи онака има 5 од 5 бенгери ги кажам на ова EP. И сега се појавува Glaucoma 2. Мене ми се појави некој сингл, најверојатно лид сингл од овој албум кој се вика Dirt ми се појави на некоја плейлиста, ама не сватив дека има цел албум. После видов дека го постираше Оги, после ти ми го прати. И онака викам, добро, тоа е тоа. Го пуштив, брат. Искрено звучи многу слично, 15 песни, уште не можам од само една и пол, две слушања да ги разликувам, али Добро. тоа е тоа што ми треба од него, брат. 100% ќе ми биде во ротација. Од прва до последна песна, саме последната песна му се вика Fuck a Feature. Значи 15 песни, 40 минути, 30 секунди. Киклок, онака што појше од тоа, брат? Тоа. Ја го пуштив ко албум, не знаев дека Dirt е сингл. За мене Dirt е интро и е Добро, многу и тоа е. силно интро. Тоа е. Многу силно интро. Продукцијски гледано е многу концизен трап албум, онака како на ниту еден момент продукцијата не е глупа, не е досадна, не е нешто од тоа што се дешава моментално у 2023-та, сите други трап арти. Ова е онака усршта е само трап музика, многу добро изведена, брат. Тоа важи за секој негов проект. И баш поради тоа ми се допаѓа бидејќи знам што добивам од него. Тоа е тоа. Да. Нека има некој стандард, као имаш таква, имаш музика која што има труби внатре, хорнс, Dirt е таква, Dirt има таков малце триумфален момент, што многу добро е за отварање на албум. И самиот факт дека е 40 минути сам и дека има на пример 2 for 1 е две траки во една. Затоа и се вика 2 for 1. Има beat switch каде што онака има тотална промена на енергија, влага појако. Pop my shit дизајн. Има многу добри ствари кои што одамна ги немам слушано. Текстовите би рекол дека онака како не се нешто кој знае што. Дури му кажав на Дарко вчера, онака буквално како го слушав албумот, му пишев импресии и му пишев мисли што ми доаѓа. Се осеќам дека е underwritten, ама underwritten е дека јас сум навикнат на албуми кои што имаат многу поише контент, онака лирикс внатре. Инаку за трап албум е многу добро изведен. Нека ударни се тие ствари кои што ги зборат сериозни ствари од нивниот живот, онака збори за Долф, збори за значењето на Долф, збори за неговиот начин, за неговиот хасал, онака за неговата енергија, за све тоа што прави. И онака како тоа можам да го испостоветам со Лери Джун, онака. Истата енергија ја има, дека едноставно е, ама кажува тоа што треба и на начинот на кој што он го кажува. На многу сопствен начин го кажува и онака продукцијски гледано сам дека се носи 43 минути на албум, што е многу ретко онака на денештицава албуми да се појавуваат и да се вакви кои што се, ко Glaucoma 2, а да се квалитетни и да ти задржуваат внимание, посебно за човек кој што нема слушано онака одамна трап музика, посебно албуми да си каже, добро, ова е топ, ајде да видам следнава песна што вика. Dirt и Ренди Ортон онака, кај што спомнува Ренди Ортон, го спомнува и Ренди Севич, кои што се двајца WWE атлетичари, онака, кечери. Има многу добри, има многу добри ствари. In and Out of Town исто така, како многу сериозни битови има пред се, брат. Такви како класични трап битови, ставам у слушалки, идам у банка, вадам пари, идам пазарам, све тоа, ме разбираш. Daily activities онака станувам,
Го пуштам албумов и завршувам 4 ствари у сите 43 минути, брат. Таков ми е, брат. Таков Те е. тера да станеш од дома, те тера да излезеш, те тера да прошеташ. И као тоа е, да ти извади од дома, да ти даде некоја друга енергија. И мене тоа ми се свиѓа, брат. Тоа така треба да звучат албуми у 2023-та. Посебно кога онака како си за многу луѓе единствениот репрезент за тоа што значи pure trap музик, брат. И пак да имаш некаков мејнстрим апил. Пошто реално Киглак има не може би огромен, ама со конкретно има како се вика оние други непеси што има покрај Ambition for the Cash има уште неколку кои што знаат да ротираат из Америка, онака кои што имаат некој таков по certified hood classic звук. А и ме интересира што ќе биде со ова, ама тоа е многу добар релиз за 2023 од трап музика, да ме разбираш, ова треба можеби да биде базисот. Ова можеби не треба да е најдоброто нешто што има искочено, али ова треба да биде стандардот онака за артисти. Од овде треба да се почне. Се тоа што ќе наградиш само треба да биде подобро од ова. Брат, ја не очекувам дека некој ќе извади нешто подобро од ова. Што е многу жално за добро, таа музика. не дека ова толку добро, Да, ама ова е уникатно за него, ова е олицетворење на неговиот стил кој полека еволуира, можеби некогаш поише, некогаш помалку, ќе видиме што од ова ќе се задржи, ќе стикне, али се тоа што кажуваш ти, тоа што јас го сакам кај него бидејќи као прво битовите не би рекол дека се класични трап битови, туку дека се такви поише Мемфис, малце по Па не, се локализирани, го има тој звук малце, локален. малце се побрзи, брат. Ти треба да движиш. Да. И за тоа се добри и за трчање, Не се добри бавни. за возење у кола, Да. онака не е нешто трипи, не е нешто споро за разлика од Хјустон на пример. Ние сме така навикнати бидејќи модерната и последниве 5-6 години тоа трап музиката натака Дури има. Метро Бумин, дури Треви 21 Серата, 21 Метро, они се виновници за тоа даунерското малце у трапот. Инаку, А не, дури и последните изданија зборам. да. Дури за Хрлос, дури на Исто, сите го имаат. Го има Да, тој да, момент. го има тој момент. Овде го Ова е нема скроз тоа. друго. Ова е аплифтинг онако, Да. ова е спортивното. И ова поише мене ми прија, брат, искрено. Него ли тоа нешто да ме турка надоле, брат. Не се чувствувам така, ова ми треба, затоа ти викам, ова е да те тера да станеш од дома, да искочиш, да завршиш работа, ако ти треба, што и да е, ме разбираш. Јас не знам кој е Ренди Ортон, али таа песна најмногу ми извади онака трета Ренди песна. Ортон, не го знаеш со RKO потегот оној Не, кечерот? не знам. Немаш гледано WWE? Доста ми од NFL и NBA како американски спортови. брат. Поштено не, не знам што е, брат. Ја како ги спомнав атлетичари, овие глумци се, брат, WWE, брат. Катастроф. Многу ми се свиѓа битот, не знам на што ме потсеќа. Те прашам тебе дали може ме потсеќа на A Lot од 21 Savage и J. Cole. Може би ме потсеќа на нешто Swisha House. Дали Може би поише кон Swisha House дали неговите инструментите што е искористен, дали драм китот кој е искористен или начинот на кој што направена песната, бидејќи е таква многу баунси и споро и него така како празно и вака осеќам дека многу добро ме движи, тоа гитарчето што се дрнка цело време ми е многу добро. Да. На крајот и некои други звуци се појавуваат, онака таа ми остана. Ја кога гледам дека има помалце views, онака помалце plays на Spotify, ми остана едно од хайлайтите на првото слушање. Dirty Work, кои се први две песни се мега бенгери, и се разбира тука From Nothing, која мислам дека ќе се појави како сингл претходно сигурно, че има толку плейс, можеби да се појави и на EP-то. Да. За последните песни више не се ни сеќавам, брат, бидејќи не знам дали ги имам преслушано, бидејќи In and Out of Town. Да. Немам пошто да си ги запамтам онака, не можам да ги. Ја само од овие ја памтам In and Out of Town. И Fuck a Feature, дека таа ми остана онака, бидејќи знаеш што се нема свестено дека е no features до самиот крај. Не се сетив. Кога не ни размислував на тоа и само Fuck a Feature и кога чекај бе, ја враќам трак листа и гледам дека е стварно no features онака. И ми се свија тоа. Ми се свија дека си е у сам свој лейн, си има изградено своја онака движење на еден начин. И они Долф онака си го имаат тоа направено и си го држат тоа. И го поштувам тоа. Тоа ми е за поштување бидејќи го прави тоа што го прават во најпознатиот, можеби саб жанр на хип-хопот, кој што е трап музиката. Он го прави тоа што го прават сите алтернативни артисти за да опстанат. А тоа е креирање на core fan база, креирање на свој signature sound
за да си имаат онака како индепенденце и си прават на свој начин, со помалце прават повеќе. Kid Glock во најголемиот саб-жанр на хип-хоп музиката го прави истото, ама го прави на најдобриот начин на кој што го знае. И го прави на добар начин. И заради тоа, ова, например, ми е добар, сериозно добар трап проект. Као посебно ако се навратиме на тоа и ако легнем на фактот дека цело време сме критички настроени кон трап музиката. Точно. И сега доаѓа нешто за кое што можам да бидам позитивно настроен, не можам да го гледам на поинаков начин, тоа стварно ми прија. А не сум човек кој што слуша онака одма 4-5 песни наредив одма брат по плейлисти, што се нема десено многу одамна. Кога мислам дека Метро Бумин не наредив толку плейлисти, не наредив толку траки од него по плейлисти колку што наредив од овој. Бидејќи таква ми енергијата, ова поише ми одговара него ли тоа нам као окей, можеби Metro Boomin Heroes and Villains поише ми одговара, не знам, ако се пушти на Spicy или нешто, ако чуем нешто. Али као ова ми е онака на day to day basis, ова ми поише прија него ли тоа. Као ова има ова ми има поише примени мене лично него ли тоа. Да. И тоа ми е као ова ми е за онака day to day daily activities, викам и као во тој муд сум кај што ова поише ми прија него ли тоа. Такво ми е, uplifting ми е, трапиш ми е, али као тоа кој што кажа си го има свој signature sound, класичен трап албум и онака со своја продукција, свој сопствен начин на изразување, своја флоу онака каде што има добра енергија, има све и ми се свиѓа. А не сум човек кој што го слуша Kid Glock. Не сум човек кој што го слуша Kid Glock. Ова може да ме направи фан на Kid Glock, ме разбираш? Сега ова може ќе ме натера да го слушам приквел, да слушам стари ствари што има, пошто знам дека ова е Glaucoma 2. Видов дека Glaucoma кецот го има извадено уште од 2019. Да видам зашо е двојка. Овој на пример. Дали некако потсеќа на кецот? Кецот има features? Нема. Можеби тоа е конекција. Каде што тоа му е поише како микстейп материјал. Ова времето кога почнав да навлагам од 2018, не ќе излажам да кажам некој ги имам преслушано цел толку. Yellow Tape 2 с албумите на кои што навлегов многу поише. Така. Али може да се вратиме и назад, ќе видиме. Yellow Tape 1 беше или Yellow Tape 2 беше албумот на кој што се најде Ambition for Cash? Мислам дека двојката. Да. Да, ама тоа исто така, тоа беше добар момент. Мислам дека и тоа брат, ја излезе Deluxe има 30 песни, тој кој излезе тој го слушав цело време, ги имав у кола, брат. Значи нека 30 песни ги пуштам и ги слушам и тоа е тоа, се сеќавам еднаш од Битола се враќав и цел пат само поштам, не, окей, ама и сваќам зошто, ме разбираш, има некоја енергија која што те каптивира онака, која што те фаќа, пошто посебно ако си као фан на трап музика и ти фали добра трап музика, ова е доволно едноставно и доволно добро изведено за да ти влезе у уши и да ти биде добро, ме разбираш? Мене тоа ми се дешава, од себе зборам, ја од своја перспектива зборам за ова, бидејќи можеби има луѓе кои што го обожаваат новиот албум на Lil Baby, можеби ова не им ни треба, ме разбираш? Има луѓе кои што го слушаат Lil Durk онака како Ено ми е тоталната спротивност од Lil Baby. Тоа сам да ти кажам. Бидејќи Lil Baby е цело време репетитивно, и ова е репетитивно. Ова е репетитивно, ама е репетитивно на свој начин, брат. Многу поразличен начин, брат. Многу послушливо за мене. Lil Baby нема мелодија, нема флоуто е цело време исто. Не можам да го опишам со зборови. Ај битовите, брат, не се толку тоа ти велам, овде на пример можеби хайлайт ми се тие неколку 4-5 бита што ги има низ албумов, онака на 15 траки, 4-5 бита има кои што брат, стварно се добри онака. Трап музика се многу различни, брат. Да. На звук се многу различни. Спаѓа под трап музика, ама си го имаат својот signature sound онака и тоа ти кажав с тебе, ова ми звучи онака и стварно го поистоветувам онака кога знаеш кога ќе чуеш продукција, можеш да си кажеш ова е Larry June продукција, ова е Larry June на битов, брат. Истото можам да го кажам и за Kid Glock, што е многу добра онака како карактеристика да си има барем во мој очи за еден артист. Да. Така да, чујте го, добро трап издание, добра трап музика, модерна трап музика. Многу е натака, можеби требаше преискава најтам, знам дека Джиди имаше пишано како едно текстче за самиот албум на Discord, бидејќи он имаше уште првиот ден уште кога искочи онака имаше пишано како малце неколку збора за Glaucoma 2. И ама од тоа што се сеќавам, знам дека исто така беше во време кога трапот е толку многу онака overplayed, overused. Вакво издание е добро да се чуе како свеж, онака fresh breath, бидејќи не е нешто што го слушаш секој ден
и се два артисти, они Долф кои што знаат и умеат да го прават вака како што го прават. Да. И тоа е дека нема кој друг да ги реплицира. Сигурен сум дека онака Lil Baby има милион луѓе кои што може да го реплицираат до тоа и да звучи онака барем слично или битовите кои што ги ова ми е онака поинаку ова се гледа дека не има некои големи продуценти. Ја ги видов кои се онака не ги знам кои се продуценти брат. Можеби се некој in-house продусер со онака што се многу блиски онака tight knit дека и тоа ми се свиѓа, тоа ми придонесува кон тоа целото тоа онака дека е свој негов собствен продукт онака како дека ова е киглог во целост, од бит до текст, до енергија, до све. All in all, добар проект искрено. Чујте како ми се слуша таков трап кој е позитивен. Па не е позитивен, брат, не е позитивен, ама е малце по uplifting и е малце по енергичен и може да ви помогне додека правите ствари, ви треба таа turn up енергија која можеби и голем дел од трап артистите не ја носат денеска последните 4 години. Да, бидејќи смената е целата естетика на трап музиката, многу отиде даунерски, многу отиде онака длабоко отиде, пак со линот влезе, почна со линот и све тоа, имаше еден дел кај што почна со линот и се проки и све тоа онака, Juicy J сите тие, и сега пак некако се враќа таму. Мислам пак некаде заврши таму и сега можеби на пример ова е оној beacon of light кај што нема, ова е засебно од се друго, брат. Се надам дека нема да биде, се надам дека луѓе ќе го користат како засебно е, за жал, брат. Тоа е да. тоа. И третиот албум кој што исто така не верував дека ќе го преслушам и дека да, имам позитивни реакции. Брат, ја не знам зашто го преслушав, да кажав го видов кај фунт на Инстаграм, брат, и нешто ме фати. I went on a fucking limb. Дарко ми вика, слушај брат, Young Nudy има извадена албум. Не брат, хаос брат, хаос. Вика Гамбо, се вика албумот Гамбо ми го праќа и ми вика сите песни се со food references, као имињата се со food references. Валјда и тоа има врска, викам валјда е концептуален албум. И викам окей, да, звучи како концепт дека онака сите песни се именувани по некоја одредена храна и самиот албум се вика Гамбо, а Гамбо инаку е Cajun ствар, Cajun е одредена типологија на луѓе, например, кои што се мијаците кај нас, во југот на Нью Орлеанс, не знам од каде е он, не знам од кај потекна, ама Луизиена, Алабама, тоа таму има Cajun people и например Cajun храна е Southern comfort food, тоа што и Гамбо е фактички чорба каде што се става seafood, каде што се става колбаси, каде што има таков огромен сос, онака еден црвен супа една, каде што се става пченка и е као све и свашта. Да, се е стајано уедно и тоа е манџа многу голема. Тоа огромна манџа таква и тоа е Гамбо уствари. И свативте како овде има карактеристични имиња на храни, као не е нешто што го поистоветувам со Гамбо. Од Атланта е. Од Атланта, добро, тука некаде е пак Атланта е многу јужно у сето тоа. Кажи ми што беше со Cajun? Како мислиш Cajun? Ја мислам дека Гамбо е храна која доаѓа од кај Kodak Black? Од Хаити. Нема потекло од Хаити или тие се тие луѓе? Па тие се нешто такво е, да, тие се тие од островите што имаат дојдено, што си имаат населено многу одамна у Луизиена, Мајами, тука Флорида. Cajun и Криол. Криол, да. Окей. Да. Окей. Cajun е Кајун се пишува. Да, немојте не фаќате за збор за ова, али тоа е од прилика таму доаѓа. Да, географската определба е така. Добро. Да. Добро. И да пример као еве само ќе ги набрам како се викаат песните, брат. Brussels sprout, pancake, portabella, што е печурка, pot roast, кое што исто така трака со киглок. MRE, ова немам појма што. Не знам. MRI знам што е, McChicken, okra, peaches and eggplants, so 21 Savage, shrimp, duck meat, fish and chips, hot grease и passion fruit. И онака како има ствари кои што се, например, како, не знам, шримп влага окра влага у Гамбо, овие другиве ствари не влагаат у Гамбо, немам појма онака, и заради тоа ми беше чудно, ама вајда не треба толку длабоко да го гледаме, пошто Young Nudy, како тоа. Добро, брат, не може така да збориш се пошто Young Nudy, брат. А кога е оној Мик Дженкинс може тогаш.
Не го мислев така. MRE значи Meals Ready to Eat. Тоа е оние војничките. Готово. Ја пробам да радам да не мисли нешто на зелени ствари, ама не се ни зелени сите овие ствари. Готово. Инаку ја морам еден огромен дисклеймер да дам. Young Nudy, единствениот албум кој што го имам слушано. И тоа се сеќавам на една или две песни од вакво е Slimer или како и да се вика албумот од не знам од кој 2018, 2019, појма немам, со Пиер Борн. Со Пиер, така, точно. Тоа е единствениот албум кој што го знам, кој што го имам чуено и не знам зошто. Мислам дека го имам најдено на некоја плейлиста и мислам дека песната се викаше Sunflower Seeds. Само таа ја памтам онака и денес ја памтам. Таа ми е онака можеби најдобра и можеби единствената песна од Young Nudy што ја знам. Не, тој проект има доста бенгери, мислам дека тој некој период кога имаше Пиер Борн, Boiler Room и мислам дека нешто од тоа се сврте таму, па имаше таков некој хајп. Можеби. Од таму се појави, јас знам дека исто тогаш го имам слушнато овој проект. Ама не сум фан на Young Nudy. Да, ја не можам да се не знам ствари од Young Nudy, ама као стварно ти кажам, I went on a fucking limb, Дарко ми го праќа вчера у 11:30 онака и ми вика и слушај Young Nudy има извадено. Го слушнав, мене ми се свиѓа. Го пратив во контекст на можеби ова е интересно дека е концептуално. Да, ова е интересно дека е концептуално. Еве како јас го видов тоа, значи го гледам кај фунд на Инстаграм. Он имаше ставено слика Young Nudy и Spotify колаборативен пост. Промоција за албумот некаде во некој град, онака ние плакати на горе. Да, најчесто Times Square или нешто. нешто. Се беше многу зелено онакво, брат, као слайм. Така. Викам добро, ајде да видам што Young Nudy, отворам Гамбо, се вика добро, знам што е Гамбо. Јако многу гадно ми изгледа, не би го јадел тоа. Прегадно, да, исто така. Отворам, го гледам каверот, многу убав кавер, значи каверот е интересен, да. Многу убав, некоја трпеза, дали тоа во средината е змија или не знам. Змија мислам дека, да. И гледам, започнам да ги читам песни, има едно 10 песни, и кога гледам дека се имиња на храна, и викам, добро, овде има некој концепт. И го пратив на трајче, викам, ова е ново и може би е концептуално. А него ни преслушав кога го пратив на трајче. Така да, ова што го збориме сега, го немаме ни зборено, така да. Да, и као за чудо, не знам, валја, ова ќе ми дае поише онака желба за и поише, не знам, ќе ми дае ветер у грб за да слушам поише вакви ствари. Не го мразам албумов, не ми смета албумов, го чув у целост. Онака стварно седев до 2,5 саат бајли, си викам, окей, ќе го изслушам цел онака. И исто, веќе немам што да правам, пак се вратив на Genius и сакам да видам кои се продуценти и све тоа онака и као добро почна. И на пример, колку му дава интересно да звучи, толку малце одзима од албумот, бидејќи на пример сега као што ти значи ако ти кажам Passion Fruit трага да ја знам ништо така. Добро, многу е чудно. Само едно слушање. Не им дава некој белек. Аха, добро. Сите се сега на исто ниво, ме разбираш? Малце тоа ми одзима, бидејќи на пример овде, кога сега на пример Leave the Club знаеш дека како те асоцира или Private Landing те асоцира одма со Future. Брат, сега ако ти кажам McChicken, нема да знаеш дали Kid Glock е на тракава или на Pat Roast, на Pot Roast, ме разбираш? Тоа малце онака како да има поише смисла околу тоа и тематски да се обработени можеби околу тие јадење или тие храни. Може и беше поинаку, ама овде единственото тоа концептуално кој што го гледаме тоа само во именувањето на песните во форма на food references, а не внатре во самите траки. Ама има интересни ствари. Продукцијата е интересна. Можеби на пример малце поинаква него ли тоа што беше на Glaucoma 2. Доста поинаква би рекол. Доста поинаква е дека малце е поразмрдана, поише е таква као баунси, има моменти кај што е малце помрачно, начинот на кој што рапува Young Nudy е малце поинаков. Поспоро е некако, така. Поспоро е, да. Така како почил е, брат. Мислам, ја така го доживувам ова. Ова го би слушал за позадина, а Kid Glock би го слушал кога правам нешто. Она кога дали трчам, дали движам, дали со коло. Да. И као онака низ целиот албум немав некои хайлайтс, као на пример као вау, ова да го вратам или нешто, ама имаше поише онака од аспект на битови. Ми се свиѓа неколку песни и знам дека тебе ти пишав, мислам дека веќе тука ти не ме ни праташе.
еве, во 1:40 само. Само му пишам на Дарко McChicken, Pot Roast featuring Kid Glock, Pancake и Passion Fruit аутрото, highlights. Солиден, ништо посебно, толку. И Тоа е доволно. И така и се чувствувам за албумов дека солиден проект, онака концизен проект дека не е ни долг, не го тупи премногу, траките не траат предолго. Битовите има онака као добри 6-7 бита од целиот албум кои што ми се свиѓаат, онака Passion Fruit посебно, кој што е аутро на албумот, ми се свиѓаше највише, мислам дека од сите. Ако не се лажам, Kid Glock е единствениот фичер на целиот албум, така? И 21 Savage. И 21 Savage Тој устари синглот албум. Да, и тоа е синглот. Можеби таа највише не знам дали ми се свиеше со неом песната. Чуден ми беше битот малце. Брат, чудно е се, ама за промена се слушна интересно. Да. И затоа векам, не е ништо посебно, не е нешто за кое што би збеснал или би им рекол на луѓе мораш да го чуеш ова, али на пример за мене, кој што нема одамна слушано проект од ваков тип, со ваква енергија, со ваква продукција, со ваква музика, посебно не од Young Nudy. Значи буквално последниот пат кога имам слушано Young Nudy било 2019 кога искочил Slimera, брат. Тогаш тоа било. И ова ми е добро, nice change of pace за мене конкретно. Ама не е нешто кое што би се навракил да го слушам. Нема шанси да му се вратиш. Да, Glaucoma ту, да. Али на пример од овде Passion Fruit, McChicken, тие две, тие ми беа двете најкарактеристични, тие двете и Pancake за интрото и аутрото беа добри, тоа го памтам. И на пример знам дека тие три траки, значи Pancake, McChicken и ова, тие три ќе ги извадам и ќе ги ставам некаде. Имам една плейлиста каде што го имам Young Nudy со Sunflower Seeds на вакво, у истата плейлиста ќе ги ставам и тие три. Као тие, ама толку поише од тоа мислам дека нема ни да се навратам на албумов, нема ни да е до тој степен кај што ќе знам дека е Passion Fruit, ама нема да знам текстот на пример, брат. Ме разбираш? Такво слушање ќе, нема да се трудам да слушам текстови толку ме поише е за вајб, поише е за упозадина да ми седи да ми врти. И заради тоа викам, солиден, концизен проект, ништо посебно. Ништо посебно, треба да се вратам на последните 5 песни да ги прислушам. Иначе тоа песна со 21 Savage ми е онака окей. Pat Roast со Kid Glock, бидејќи сум бев во тој мут и вчера. Таа е многу слична на него, на поише Kid Glock песна него ли Young Nudy, да. Првите неколку песни има интересни битови, после тоа се ми онака измешано, бидејќи кој што кажат рече не може да се ги поврзаш песните една со друга. 13 песни не е многу, ќе се прислушаш еднаш два пати, ама максимум што можам да ставам нешто е на Shake плейлистата и можеби нешто на Vibe плейлистата и тоа ќе го баталам албумот скрос. Да, тоа ти викам, нема нешто за кое што би рекол, на пример, би си рекол че морам на Dark Web му пишам да му пуштам, ова мора да го чуеме, разбираш како. Нема таков ефект на мене, не е ништо посебно, ништо не прави за мене. 3-4 песни ќе извадам од него и толку ќе завршам со албумот. Ако некој што не гледа или слуша поише трап, слуша поише ваков стил на музика, као Young Nudy, ваков по трипи, по underground, по наводници. Ја би рекол дека ова по underground, да. По ниш трап, нека ни пише како му се свиѓаше албумот. Таа перспектива, бидејќи ние сме доста подалеку сега периодов од овој звук и нема ни за што да го споредиме онака за да кажеме ова беше добро, ова не е толку добро, него као one off е. Не има толку многу нова музика и беше интересно да се збори за 3-4 проекти кои излегува се од овој жанр што можеби го немаме ни зборено толку многу периодов. Да. Тоа гледам, сега се присетив кога го отворив дека тоа го зборев и за Heroes and Villains. На пример Umbrella, песната од Heroes and Villains, Young Nudy е на трага, он поише ми се свиѓа од 21 на таа песна него ли 21. Тоа го има вкажано, гледам дека EA со 21 Savage и дека имаат ремикс на The Race со TK. Така да имал некои вајрал моменти изгледа низ неговата кариера и заради тоа е како 7,2 милиони monthly listeners има, што не е ни малца за артист, ама брат, не е малца, толку има Glorilla која сега хит и толку имаше 9 милиони имаше Kid Glock, така да тоа е некој стандард. Да, не, и знаеш што, еве на пример гледам и на пример Spotify како им работи вакво. На пример fans of Young Nudy also like You Know The Activist, D Savage, Pierre Bourne, Icy Twat, Lancy Foe, Sababy, TM88, Young Bands, кои што можам да ги ставам во истиот тој кош на онака како на за similar artist. Да, како тие по underground, на пример Icy Twat
го знам since way back, уште од 2014-2013 со Divine Council, кој што колектив кој што веќе не постои. Со Silk Money и тие, али на пример ај ситуација има сега има некој Нью Йорк момент онака кај што прават чудна дрил музика со уште еден артист. И ама тоа е underground, тоа тие се тие underground води кои што ептен треба да навлезеш у нив онака да ги пратиш, као јас знам дека постојат, али не ги пратам. Да. Истото можам да го кажам и за Young Nudy, можеби он има по вајрал моменти од сите други, дека еве имал пласман на голем албум заедно со Метро Бумин, кој што реално е многу силен пласман, значи тој можеби беше најдобриот трап албумот за 2022. Да се најдеш на таков албум е голема ствар. Не го омаловажувам тоа, не го тргам на страна. Така да ми интересира на пример ако луѓе се фанови на артистите кои што ги набрав, слушајќи го Young Nudy, да не пишат онака да видам што ги возбудува за оваа музика. Стварно сакам да чуем бидејќи не го мразам албумов, али кога не наоѓам ништо посебно во него. Сакам да чуем ако го прави албумот нешто посебно. Ако има нешто што го прави албумот посебно за вас, кажете ми што е тоа. Сакам да го видам, сакам да видам друга перспектива на се во ова. Тоа сакам да видам. Од друга перспектива, на пример, претпоставувам дека ќе е некој помлад од мене. Или не знам, и то бајас ако му се свија, ако има најдено нешто посебно, бидејќи тој го споделил албумот, да видам што е тоа, ме разбираш. Ќе направиме мујавето четвртак. Утре е тоа, да. Така да, тие се тие три проекти кои што ги зборевме со Дарко и нормално, нема да бидам Трајче Митев ако не Трајче Митев. Ако не ако не спомнам за баланс на сите ствари, ќе морам. И брат, еден пат збориме за трапса, ти ќе навракаш пак у бутата. Не, само ќе ги спомнам на брзина. Искочи и два албуми, кои што се солидни, Griselda Releases, кои што искочија претходната недела и оваа недела. Тие се албумите на The God Fahim, кој што неодамна пак назад се врати со Griselda екипата, и Rome Streets, кој што е можеби сега моментално еден од највозбудливите Griselda members. Има два албуми кои што онака како во тие води значат за едни од подобрите. Ќе почнам само на брзина, ќе ги спомнам. Албумот на Rome Streets се вика It Wasn't Built in a Day. И интересно е дека буквално пред 3 месеци или 2 месеци, кон крајот на 2022, извади албум Kiss the Ring, кој што исто така е многу солиден. И на пример овој албум е голем дел продукциски е од Big Ghost Ltd, кој што исто така е многу добар продуцент, кој што соработува со Conway the Machine. И тука е као тајтните, нивно е, али ако сте фан на таква музика, на Griselda звукот, на малце по онака, дури Big Ghost не е ни дел од Griselda екипата, сам свој продуцент кој што стрикно има соработувано со Conway и сега за прв пат соработува со втор мембер од Griselda екипата. Таков грити звук. Ако го сакате, мислам дека ќе ви се свиѓа, има добри моменти на сето тоа. И The God Fahim, Iron Bull, вториот албум кој што малце поинаков, сличен, не е толку енергичен, малце е по онака со пониска енергија, али го има тој ги има тие лирикс, има таа енергија Нью Йорк. Има песна со Мах Хоми, го има Your Old Drug, така да New York Connections all over. И мислам дека ако го сакате тој звук, а да не е на пример оние The Usual Suspects као Benny the Butcher, тие трите Griselda мембери или нешто такво од тој, или Jay Ward или нешто такво, ако не е од тие најпознатите од тој правец, ова мислам дека ќе ви се сви, ова мислам дека ќе е во тој правец на тој правец на таа музика каде што онака преовладува таква продукција, таква енергија, тој Нью Йорк нов звук 2022 што го викаме, новиот бумбап, што веќе на пример не е ни толку многу бумбап, онака како поише онака драмлес, поише све тоа. Семплови многу изразени. Да, семплови онака кондактор битови, све тоа. Така да ако ви се свиѓа тоа, мислам дека ова може да ви биде и добар офсет на сето тоа што го зборевме. Затоа нема да зборам, ова е малце поспецифично. Мене ми се свиѓа и двата кои проекти, не ги гледам онака како целини, туку поише онака како траки може да си најдеш pick and choose онака за одредени ствари од денот, за нешто што сакаш да чуеш и каква енергија сакаш да осетиш. Така да мислам дека вреди, ако доколку сакате и сте фан на таква музика, можете да го чуете и тоа.
Да ставиме линкови од се, така. Ќе ставиме линкови од се, ќе линкнеме Spotify линкови од се. Тоа беа 5 албуми кои што ги спомнавме. Да. Така да се надам на повеќе вакви епизоди каде што ќе имаме први импресии за 5 албуми или за 3-4 албуми кои што можеби на пример се доаѓаат од места каде што не доволно копаме. Ме разбираш дека Don Toliver, иако го знаеме, ова беше прво издание вакво од Don Toliver. Киглак, Глакомацу, немам слушана трап музика, посебно на ваков начин да пазам, да пратам и да најдам нешто добро во трап албум, се нема десено многу оддамна. Мило ми е дека е тоа така. Young Nudy артист кој што го знам дека постои, никогаш не ми бил битен, никогаш не ми значел. Најдов 3-4 ствари што ми се свијаат од него, се потсетив на стварите што ги знам од него. Топ. Така да се надам на поише вакви моменти. Се надам дека ќе има вакви изданија, вакви моменти каде што ќе си кажам окей, добро, вреди некогаш да се вратиме на ова, онака да чуеме, да видиме што има културата ни да. Сакаме да го правиме тоа, брат. Дефинитивно не го збориме тоа цело време. Знаеме дека трапот си го зима тој залезот, си влага полека и полека, ама баш заради тоа, например, поише ќе ги вреднуем вакви ствари каде што се искрени, каде што се нивни, своји сопствени, онака на такви артисти. И мислам дека ова ќе биде добар почеток за сето тоа. Ја барем за мене е почеток, бидејќи е прв албум после долго време да го изслушам во целост и да кажам ова е трап албум, онака. Ќе видиме после 2-3 епизоди ќе те прашам дали го слушаш и дали ти има останато нешто. Да, ќе збориме за тоа. Дека тоа е важно. Апсолутно. Replay value на денешница мислам дека е најважната ствар. Посебно во толку онака клаудет свет, онака со информации со све, мислам дека replay value, мислам дека е најбитната работа. Тоа е тоа што останува екшели, бидејќи се друго е чудо за 3 дена, онака. Да. Најголем дел од артистите се борат со тој проблем, кога да имаат replay value, бидејќи ништо не значи ако имаш 15-16 милиони кога тоа биле првите 2 недели. Тие 15-16 милиони ти ги даваат first sale week. Битно е втората, третата недела дали луѓето ќе останат со 5, 4, 3, 2 или 0 траки од албумот. Зависи што ќе извлечат. И тоа е. И сваќам дека и на пример и курирање на плейлисти одзима од слушање на албуми пред се, бидејќи знаеш, секој сам си ги курира своите плейлисти онака и као веќе му се go to и на пример без да размислува што албум да пушти, наместо да слуша цел албум, ќе пушти плейлист. Дека така му е посервиран. А и јас сум исти. Добро, се слагам до некој, ама не се слагам. Баш напротив, мислам дека артистите сега треба да ги курираат своите албуми како плейлисти. Бидејќи да, ти имаш свои плейлисти, јас имам плейлисти кои ги слушам секој ден. Ама зашто сега јас заставам 4 песни од Don Toliver во мојата плейлиста, кој ќе ја слушам вечер во позадина, кај што више имам песни кои ги имам преслушано по 100 пати, наместо да го пуштам албумот на Don Toliver во улога на плейлиста. Тоа е поинако, ама интересен концепт. Бидејќи тоа ми се случува Тој го направи од 2015, брат. Да. Тоа е точно. Не, ама тоа ми се случува со албумот на Wizkid, на пример. Да. Нема ни еден сингл, 10 песни се, такви, Sexy Lovers, Да. добро, таков вајб сум се пушта тоа. Тоа можеш да го пуштиш и да го свири. осеќаш ко плейлиста, да. Албуми кај што има синглови кај што ми се пушта Last од Burna Boy или It's Plenty од Burna Boy, не го пуштам тоа така, брат. Да. Тие песни ги распоредувам, ама и тие песни више ми се досадни. И тие песни кога ми се пуштат на Spotify плейлиста ги скипам. И сега сум во период кај што избегнувам Тоа е интересно. познати плейлисти, со Да. познати песни. Интересен тейк е тоа. Немам размислувано така, ама кога ќе оставам у перспектива, да. Може би го немаме зборено, јас така гледам на новите албуми, посебно кои се во стил на Don Toliver. Па дури во стил на Young Nudy би рекол. За Kid Glock е нешто друго. Дури и кај него можам да кажам исто. Сега излагам на трчам, така. Најчесто go to плейлиста за трчање ми е Who We Be од британската сцена. Така. Ама сега ако трчам у добри денови 3-4 пати неделно, истата плейлиста е 3-4 пати неделно. Дури може следната недела ќе се сменат 2-3 песни, само и некој редослед ќе се смени. Ама таму има песни како прво што ми се преслушани, Така. песни што не ми се свијаат и песни што ми проаѓаат, ама ми се онака. И сега зашто јас 4 пати да ја слушам таа плейлиста? Мене повеќе ми одговара се го пуштам албумот на Kid Glock 2 пати, у оваа недела 3 пати. Тоа е тоа, после нема да го пуштам така. Тек после тоа ќе си одберам песни и ќе се ги ставам некаде, ама ако самиот албум не може да се користи во улога на плейлиста,
мислам дека е промашена неговата функција како пред се и така нема реплей велу како албум. Од поглед на начинот на од конзумеристички поглед, од поглед на начинот на како ние консумираме музика како луѓе и како субјекти во денешница, можам да се согласам, бидејќи си има сменето начинот на многу ретки се луѓето кои што на пример ќе седнат и ќе слушаат албум онака за да го слушат во целост, најчесто е во in between нешто и така можам да се согласам дека тоа можеби е правиот потек да размислуваш да пласираш албум во поглед на плейлиста. Да имаш различни моменти, да имаш онака дури ако немаш сингл, тоа уште боле го прави. Го прави боле албумот како listening experience. Да. Реплей велу на целиот албум. Да. Бидејќи кога тебе ти се појавува сингл измеѓу кој имаш слушнато секој ден од диско. Да. Автоматски го избегнуваш албумот и ја мислам дека во мој плейлисти нема да најдеш сингл ниту еден онака. Као мислам дека сега не фаќате збори, имам 40 и кусур плейлисти што се паблик, али као ако се неколку онака few in between, нема да се премногу и мислам дека од тој аспект вака сега кога го ти стави у перспектива можам да се согласам. Интересно, го немаме збора нова. Ова ми го немаш спомнато и сега на пример кога сега ме онака ме стави умисла дека да, можеби интересен тейк е тоа за така да размислуваш кој артист да на таков начин да го пласираш својот албум, брат. Као смисла listening experience, ко плейлиста од 10 ствари, 12, 13, колку и да се. И као секој следна да ти е искуство, ме разбираш, секој да има поразличен звук, да се види твојата онака уметност, ама као да е оставено на да можеш да го пуштиш од почеток до крај и да си кажеш не бе ова ми е препознато, ова ми е сингл, нема. Стварно, кога ќе размислам дека и јас сум таков, синглови не сакам во плейлисти, најчесто не ставам. И као онака таков сум кој што сака албум кат и ако ти имаш цела албум од албум кат, тоа ти го прави да има иста енергија кој што би имала некоја плейлиста која што е курирана од сам себе онака. И фактички ти курираш плейлисти за само со твоја музика, склопени во албум за твоите фанови. Што е многу интересен концепт. Го немаме зборено. Ова ќе ми остане у глава сега, ова ќе ми се вртила доста време, искрено ти кажам. Сакав тука да завршиме, ама ќе да кажам приказната од кај ми доаѓа тоа. Значи долго време се збори дека не се слушаат албуми, така. Бевме долго време презаситени со спотови, со синглови, ги имаме возборено 100 пати на Пандамониум. И дојде едно време кај што прелазот помеѓу синглови, односно YouTube видеа и така Spotify плейлисти траеше тој период. Тогаш беше времето кога албумите почна да се враќаат пак, бидејќи тогаш ни требаше нас место кај што ќе слушам музика без прекин 30, 40, 50 минути, музика што не ја знам најверојатно или што не ми е толку позната или толку слушана. И после кога се појавија самите плейлисти, луѓето почнаа сами да се курираат, ама ти кога ќе видиш дека како еден обичен слушач на музика на Spotify курира своја плейлиста, он оди кај на Rap Caviar или кај Айри на плейлиста или кај Трајчин на плейлиста, и од таму го зима тоа што него му се свига, ама тоа е пак еден круг на синглови, тоа е пак еден круг на онака веќе слушната и веќе позната музика. За оние кои сакаат да копаат музика и да слушаат цело време различни ствари, има нов албум Wizkid. Ја не одам на албумот на Wizkid да го слушам песна по песна, па тука да бирам. Кога бирам музика за Осарато, така го правам. Песна по песна, детално анализирам што ми треба, што не ми треба и тоа. Нормално. Го вадам тоа. Тоа е више работа. Али на пример Key Glock се враќам од Битола, го пуштам брат од Битола се враќам у Скопје, се свири Key Glock цел албум, тоа е тоа. Ако нешто не ми се свига, стискам само skip, додека возам и така. Ако нешто ми се свига, го враќам 3-4 пати, после продолжувам пак. Да. Истото важи со албумите на Larry June, затоа и ми се свига на Larry June дека можам така да го слушам. 10 песни си го пуштам. Да, знаеш дека ако тргнеш од Скопје, до Штип ќе го имаш преслушано, таман брат, full runtime 30 минути брат. Тоа е тоа. Friday Night Activities брат. Larry June Cardo брат, толку. Не знам ти како се осеќаш. Дали има плейлисти кои ги слушаш и кои ги следиш што се вика редовно? Не. Go to плейлисти дали имаш? Ја користам Release Radar, користам Songs Radio, користам Songs Recommendation од вакво. Мене Songs Radio више почна да ми пушти исти песни цело време, не знам зашто.
И знаеш Ме носи пак, ме носи на Last од Burna Boy. А не кем да го слушам тоа дома. Например, знаеш како е кај мене? Кај мене, например, ја ќе отидам на најнепознатото нешто и оттаму ќе пуштам Song Radio, брат. И оттаму, например, ќе најдам нешто што не го знам. Ама пак ќе ме врати за 5-6 песни кај што сум бил. Кај мене е малце поинаку, кај мене не враќа, ретко враќа, има неколку моменти, ама не ме нервира дека се пак песни што ги сакам, а што не се познати. Далеку се од Last, например, кој што беше голема онака од Burna Boy. Ама кога ќе се деси тоа, само ќе видам дали е вако, ама сваќам дека после 20-30 песни почне пак да ротираат истите, тоаш го прекинувам, пуштам нешто ново. Ама например, најчесто или ќе слушам некој албум и ќе го оставам само на continue и тоа е најдобрата опција. Тоа е најдобрата опција. Тоа ми е најдобрата опција и на тоа таму остава во лупот на истиот артист. Слични артисти на него, можеби неговиот лейбл, неговиот како ги дели Spotify. Така ми е најдобро. Song recommendations based on your previous play ми е најдобро на Spotify. Онака ќе ме однесе и као одма тоа ми дава, пошто на радио не можеш кјуто да го видиш. На song recommendations based on your last play можеш да отвориш Q и можеш да ги видиш и одма го прегледувам тоа. Гледам дали ги знам или не ги знам стварите, ако не ги знам, голем дел од лиф, ако не знам, го оставам. Нека си тера. Најчесто нешто закачувам од тоа. Најчесто дали ќе е некој стар албум, некој што сум го испуштил, артист што не сум го знаел. Така мене, ја така дознавам нова музика, брат. Еве ти уште една ствар за Spotify за овие ствари. Зашто Spotify да нема направено функција кај тебе на профилот да си одбереш во recommendations, дали сака да стаи као да те враќа назад, сакам да слушам песни што ги знам, или I want to explore new music. Пошто се глупи, брат. Да ти го, значи еве сега јас не сакам да ме враќа на Last, значи сакам на секој радио да ми дава нешто што немам чуено или нешто што можеби. Да, тоа може да го направат многу лесно, да. Значи тоа само треба еден сетинг, on-off, сакам да ставам нова музика, сакам да бидам цело време. Брат, они го имаат целото твое сон history, брат, и водат евиденција кој колку пати што си слушал, брат. Може да ме однесе да ме. Он врз основа на тоа може да направи перфектно. Ја мислам дека ако отидам кај Young Nudi на Song Radio кај некоја песна, он за две песни ќе ме однесе на Heroes and Villains и после ќе ме однесе на Future и после ќе ме однесе на Хрлоси, као тоа е тоа, брат. Пак си тука загледен лупот кај што не сакаш да бидеш, да. Сваќам. Ако има функција I want to explore new music, тоа што Young Nudi ќе ме носи некои други ствари што не ги знам. Па реално ако идеш сакаме да биде, па ја и ти. На пример, ама не само да ти кажам, на пример, ја на пример тие делови, еве на пример, тоа тие што ги спомнав, ако идеш на Young Nudi и ако стиснеш Song Radio, брат, реално треба да те однесе кон Icy Twat. Icy Twat треба да те однесе кон Divine Council. Divine Council имаат една песна се вика December, која што е со Andre 3000 имаат ремикс, кој што онака како ми е од 2014 хит огромен или како има такви некои многу добри песни кои што таму треба да те однесе, а не треба да те однесе кон Heroes and Villains, брат. Можеби една песна дај ми од Heroes and Villains, ме разбираш, не ми врти у луп, брат, не ме ставај у Drake лупот следно, ме разбираш, не ми треба тоа. Фак Spotify за тоа, брат. Стварно, од поглед на user experience можат многу подобро да го направат, ама имам сфатано дека не се замараат. Као многу малце прогресираат кон поглед кон тоа. Заради тоа затајуваат многу, а пак се уште најголемиот. Искрено не знам кој го има, дали постои сервис кој што го прави тоа. Пошто наверојатно не. Пошто тоаш на пример им даваат плейс на тие непознатите, на тие неслушаните, ме разбираш? Тоа да. И они не го сакаат тоа, пошто не ги зимаат истите пари од Дрейк, не ги зимаат истите пари од некој си непознат, брат. Не, така е. Ама знаеш дека како Spotify прво почнува да се гради на грбот на оние music aficionados, што и они сами ги викаат така, као луѓето кои се како нас, кои слушаат музика, селектори, да. Луѓето кои се како луѓето кај нас на Discord кои постојано слушаат музика. Ако ти нив ги баталиш, abandon them, тогаш ние ќе бараме нов сервис, брат. Фер. Ако има сервис што ќе ми го понуди тој што стварно ќе прави добро, тоа ќе одам таму да се слуша музика, а на Spotify ќе ги курирам плейлистите за луѓето кои сакаат да слушаат тоа што Ајри има да селектира или слично. Да, апсолутно, да разбирам, да. Знам дека ние сме многу мал дел од сите слушатели на Spotify, брат, ама треба за нас да се прави user experience да е подобар, бидејќи ние сме тие што ги буткаме стварите напред. Сигурно и Spotify Wrapped и тие ствари се направени пред се за таквите како под наводници као нас, бидејќи сигурно 56-70% од луѓето не ни отвараат да видат Spotify Wrapped. Посебно постари луѓе во години кои имаат купено
акаунти само да слушаат музика, кои имаат акаунти да им пуштат музика на своите деца во Америка, во светот кај што не може да се пушта пиратерија. Да, бе, брат, Алекса, дома, све тоа, онака, Google Play, што и да е. Беше као алатка за она за секојдневно слушање музика. Да. Нив не име гајле, брат. Нас ни е гајле. Да. И нема да смени ништо за нив ако имам јас таа опција кај мене да одберам. Не, значи на мојот акаунт на Iris Scratch во settings да си го одберам тоа. Многу едноставно, брат. Не, тоа е. И тоа мислам дека и не само луѓе кои што едноставно као само треба да си љубопитен за музика и ќе го сакаш тоа, брат. Сигурно ќе го кликнеш, брат. Никој не сака да биде, пошто осеќам дека многу луѓе, и тоа еве на пример потврдете го, ве молам ако е тоа така, и кога велам така се обраќам кон слушателите, као потврдете ми го ако не е тоа така, дека многу луѓе се заглавени луп најчесто, брат, со музиката која што ја слушаат, брат. Се слушаат своји сопствени плейлисти не ги доволно апдейтираат, не ги менуваат, истите се можеби ги само надокнадуваат и као, ама ти имаш веќе преслушано 86 песни, ти само додаваш и сега ги имаш направено 88, имаш две нови екстра. Така. Ништо немаш направено на плейлиста. Ништо немаш направено на плейлиста. Затоа на пример ја мои плейлисти многу ретко слушам. Ги курирам, ама многу ретко ги слушам. Само во одредени моменти знам која што за одредена ми е и на пример ако треба сега на пример ти ако ми кажеш ауксот е кај тебе, нема да пуштам плейлиста, брат. Нема да пуштам плейлиста, уклучувам мозоков, брат, и мислам што да пуштам. Ама тоа е друго, тоа е друго. Ме разбираш или као ако не знам се дешава дома нешто, нема да пуштам плейлиста, брат. Унапред ќе седнем и ќе направам, ќе наштркам на Q10 песни, брат, ќе наштркам, после уште 10 ќе ги наштркам. Нема да пуштам плейлист. Знам плейлиста која што можам да ја пуштам, али дека мене ми е преслушан, не ми го прави експириенсот кој што треба. Па да. А на пример сакам да ми останат кој архива, не ќе да ги тргнам, знам тие што значи, знам кој момент се направени, знам зошто се, каква енергија носат. И сега на пример тоа е проблемот, па заради тоа имам и 41 плейлиста, брат. Дека секогаш имам ново, сакам да направам ново. Имам нова некоја веза што ми се има 10 на траки кои што ги имам запишано, кои што ги имам онака на ум ставено и сакам да ги ставам во плейлист. И заради тоа имам 41 плейлиста моментално. И тоа е малце проблем. Тоа е другата крајност. Тоа е другата крајност, кај што токи колку плейлисти се доволно, ме разбираш. Кога сме кај ова, само морам да дам шараут до Марина. Ја знаеш добро Марина, Pandemonium Crew и Community since day one. Шарото Марина, она многу добро ги курира своите афро плейлисти. Не само афро, сите други, ама јас периодов бев навлечен на нејзината плейлиста Afro Chill. Не фала. Баш поради фактот дека тие афро плейлисти што се курирани од Spotify или од некои познати диџеи кои се појавуваат први кога ќе пишеш афро, се сите базирани на хитовите, на сингловите. Да. Не ми треба тоа. Не ми треба тоа и одам кај Марина да слушам плейлиста со албум cuts. Песни кои не ги знам, бидејќи она поише ја прати таа сцена и као открив многу песни и апдейтирав мојата шаја плейлиста врз основа на тоа и врз основа на нешто друго. Али ја сподели пред некој ден. Да, ќе апдейтирав после полого време, ама се тргна од ја слушам Afro Chill на Марина бидејќи и верувам неа на плейлистата. Ако она нема таа плейлиста или ако ја не ја познам Марина, ја немам што да слушам, брат. Да. Немам што да слушам, пример, во вторник вечер додека работам на компјутер или дека седиме тука со друштво или со девојка. Да. Поштам, да. Немам што да пуштам. Ја таква плейлиста немам. Сакам да слушам музика што не ја знам, музика од нови албуми, музика што е свежа апдейтирана. Да. И као Afro Chill моментов ми е единствено место кај што го правам тоа. Да. Шараут до Марина. Не, тоа е, да, огромен шараут, пошто моите плейлисти не се такви. Моите плейлисти се како плейлисти кои што се зацементирани. Не мрдаат, ме разбираш, тоа е во одеден момент, така сум се чувствувал таа плейлиста, тоа е вајбот. Кога ќе се вратам на такво чувство, на таков вајб, можам да ја пуштам. Али на пример као имам некој go-to, али тоа ми е тие се многу генерални, си ги знам ја кои се. Другото е све точно знам кога, што, како, зошто е направено. И тоа каде е крајот. И можеби на пример треба да направам некоја. И имам размислувано каде што ќе се апдейт дали неделно, дали на 2 недели, дали еднаш месечно, онако најдобри ствари што имам чуено, микс енд меч од све и свашта, можеби жанровски поделени и да тие да бидат онака константно апдейтирани, па после од таму да се префрлаат во
во другите 40 кои што веќе ги имам, кои што реално и го опфаќаат било кој муту што и да сум. Као знам што можам да пуштам ако патувам, знам што можам да пуштам ако идам по пазар, што и да е брат. Онака знам кои песни можам да ги пуштам. Тоа веќе го знам, мислам дека ми требаат едно добри 2-3 кои што ќе ги менувам цело време, кои што ќе ги обновувам и живам, онака да не бидат истите. Па да, треба. Топ муавет. Добар муавет. Топ муавет ко за на крај посебно и тоа со албумите ме преврте, стварно ќе го размислувам се до тоа сега. Тоа ми остана на ум. Тоа може да се навратиме маца подлабоко да збориме во некоја следна епизода. Дека има нешто у тоа. Има смисла, брат. Има смисла у тоа за начинот на кој што ја конзумираш музиката. И као сега уште колку поише збориме и за плейлисти и све само се надополно и само ја докажу и го само му дава поише сила на сето тоа што преска ти го кажаме. Разбираш дека стварно така конзумираме музика и као ако и плейлисти се такви као може да бидат динамични, може да бидат статични. Може албумот само да се сфати кој една статична плейлиста која што ја вадиш и таа е таа. Да. И енкапсулира твој период, твоја енергија, твој вајб, све тоа во еден одреден даден момент. И може да биде тоа така, може посебно ако сме посебно и ја и ти знаеме, знаејќи дека сме такви луѓе кои што и не сакаат толку многу синглови. Плюс Дарко е диџеј. Не ми требаат синглови да пуштам. Да, него му требаат синглови, ама од друга страна као за слушање, за listening experience, за дома, за настрана вон работа, го сакаш и ова друго. Музиката е толку огромна, толку голема ствар, артистите се толку многу кои што може да се издржат и двете ствари. И кога на пример, тоа може би да биде модел за некои одредени артисти кои што немаат мејнстрим апил, а може да имаат вака на ваков начин да удараат кон својата публика и да биде квалитетно изведено и да биде добро изведено се до тоа. Така да good deal. Интересен тейк. Ќе ми остане тоа. Еве, можем да отвориме некоја дискусија на Дискорд кај нас да видам луѓето како се чувствуваат за се до тоа. Може. Од кога ќе искочи епизода. Добри сме. Дечки, ако останавте до овде, ако не слушавте како бромбориме за најрано ствари до сега, за new music, за нова музика и за ствари кои што не ни беа планирани да се зборат, ама се збореа до самиот крај. Ви благодарам. Огромна благодарност до сите и за вашата поддршка, безрезервна пред се. Love you guys. И ако сте овде во четврток, дојдете си на журка, поздравете се, say what's up. Ако сте во сабота во Маврово, ако се најдете, ја ако не бидам таму имајќи предвид дека имам страф од висини и не можам да се возам по жичари, поздравете го Дарко. Натерете го да ве части едно топло чајче со румче таму горе. Набачило? Топло чајче и румче? Брат. Изи. Некам да видам алкохол, брат. До утре до 12 вечерта. Некам да се гади по мислата, брат. Поштам. Имаш да добри 24 сати. Да. Мора да се оправам. Така да. Пофала ви, се гледаме викендов, дојдете на журка, дојдете на дружба. До следна недела Пандамониум радио шоу. We out. Чао.